Другари и другарки, како што веќе знаеме, во вторник во 20 часот ќе започне новата сезона на Редкаст. Ќе бидеме под голем притисок. Очекувајте жестока борба со сите хейтери, ботови, жолтиот печат, медиумите, олигарсите и дебелогазовците. Очекувајте да бидеме линчувани, шиканирани, напаѓани, блокирани. Но никогаш немојте да заборавите кои сме, од каде сме и зашто сме тука. Другари, ние сме Македонци! Од каде сме? Од Северна! Од каде сме? Македонија! Што ќе направиме? Ќе победиме! Ура! 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 Добро вечер, убави луѓе, вие го гледате 11-тото издание на Редкаст. Јас сум вашиот водител Кирил Трајковски Максим, кој секогаш ви ги носи најубавите гости со најактуелните теми од секојдневието. Ве поканувам во наредните 60 на минути да бидете со нас, затоа што заедно со мојот гостин ќе го задржиме вашето внимание и сигурен сум дека нема да зажалите за тоа. Пред да го најавам мојот гостин, само сакам да ги поздравам сите оние луѓе што донираа на нашиот канал. Само напред, момци, продолжете така, верувајте ни, значи на мене и на целата екипа од Редкаст. А морам да ги искарам тие што не донираат, да дојдат овде, да ги почастим еден бурек со јогурт и да видат дека навистина наредниот пат треба да пуштат некој денар, затоа што ни значи и тоа. Треба човек убаво да се најде пред да почне да води еден ваков сериозен подкаст како Редкаст. А вечерва во Редкаст доаѓа еден исклучителен гостин што љуби да каже позади непријателските линии, но вечерва е на самиот фронт, овде на копно во Македонија, во првите борбени редови. Човек полиглота, сестран геополитичар, макроекономичар и би кажал криптаж, човек многу искрен, без влакна на јазикот и пред се голем борец за македонските интереси. Другари и другарки, на мое огромно задоволство, вечерва во Редкаст ни доаѓа нашиот комесар Антонио Ѓоргиев, тако звани Криптогемиџија! Ха! Како си? Благодарам на поканата. Што би рекле од СДСШ, добре дојдов. Благодарам, дечки. Толку време требаше ова да се случи, редно беше. Значи, после толку време, со работка, искрено, време беше да се сретнеме. Така. Тета, те најавив ја во претходниот подкаст. Мило ми е пред се што се појави во Редкаст. Сигурен сум дека оваа емисија ќе прибере многу гледаност, затоа што и те како има што да научи од тебе. Вчера имаш еден настан во Велес. Кажи ми како си задоволен, дали имаш интерес од луѓето, дали дојдоа доволен број на луѓе и дали ги научи нешто околу криптологијата? Па вака сега, реално настанот во Велес беше долго најавуван. Станува збор за канал, како што веќе спомна и сам, за блокчейн технологија првенствено. Нормално овде кога обработуваме и теми од макроекономијата и геополитиката, односно се обидуваме да ставиме еден целокупен материјал за македонската нација со цел да биде, би рекол, финансиски писмена. Тоа е една работа што многу ни фали. Би рекол писмена прво, затоа што едуцирана е кога веќе се надградуваш. Овдека за жал македонската нација и недостасуваат основни писмености кога станува збор за финансии. А додека настанот во Велес беше практично нашите гледачи. Така да во оваа ситуација не би можел да кажам дека ова е некој отворен тип на настан, ова беше официјално офлайн митап. Значи да се запознаеме, да се видиме оние кои што потенцијално претходно немале шанса да го направат тоа и имавме повеќе од 300 посетители реално. Нормално станува збор за настан за кој што не наплакеме, значи како што кажавме, постојано кај нас едукацијата е секогаш бесплатна, но знаете како, за сега ова е само почеток на нашата работа. Би рекол, првиот циклус во кој што работиме овие 3 години е исклучиво едукативен, но почнуваме да градиме, би рекол, една професионална заедница на инвеститори, која што понатаму ќе го надгради ова на уште повисоко ниво. Така да овие настани ќе бидат многу почести во следниот период кој што доаѓа. Комесаре, дали за прв пат правиш еден ваков тип на настан во земјава или ова веќе се случува секоја година?
Па вака сега, митап со нашите членови правиме редовно. Значи правиме барем 2-3 пати годишно. Само што го правиме на различни локации и се обидувам да биде неформално. Знаете како, голем дел од луѓето, барем во Македонија, имаат некоја потреба да бидат на пиедестал, на бина, нели? Да стојат над сите додека говорат дека треба, нели, да... Естествено. Јас сум авторитетот, да вие треба да учите од мене. За разлика од тоа, ние имаме малку поинаков, да речем, пристап, односно, прво Прво ти се појаваш од шахта, излегуваш. Да, точно, онака рандом облечен. Да, никогаш кравата, значи тоа е нели само за работа, искрено кога станува збор за нашите, да речем, митапсо на собири, го правиме тоа да биде неформално. Одлично. Второ, секогаш го правиме тоа со луѓе кои што се растени на маргарин. Отворено, значи скинати патики, добре дојдени. Растени на маргарин и суфле, повеќе од добре дојдени. Зошто? Финансиска писменост за богати постои одамна. Финансиска писменост за луѓе како нас, растени на, како да речем, транзиција, не постои. Така да првиот митап беше буквално кај гемиџиите од центар во Скопје, каде што донесовме 5 гајби пиво, кој сака да дојде, си направивме средба, си поразговаравме. Вториот беше кај даскалот, нормално, со оглед на фактот дека тоа ни е, нели, главната дејност, бевме кај Гоце Делчев во стадион, веднаш Ја викам во Кукушот идот. Замисли. Во Кукуш замисли, Идеш таму, да. Тоа само после Апасиев само ја ќе видам втор што го направил. Добро, да, зашто да не. И идејата е, нели, како што кажав, да се сретнеме на исто ниво. Јас имам проблем кога треба да разговарам со луѓе од пиедестал. Така да затоа секогаш гледам овие митап ствари да бидат вака, во бар, underground место, нешто кое што е, нели, неофицијално, затоа што едноставно разговараш со луѓето како пријател, не разговараш како знаете кој сум јас. Знаете јас колку ја разбирам, ме разбирате? Така да поради оваа причина секогаш гледам да биде на исто рамниште. Многу луѓе имаат интерес во последно време и тоа се докажете и со последниот настан. Тоа е одлично и така треба да биде. Отворено еве ако разговараме за самиот корен од каде се тоа потекнува. Значи јас живеам во Малта, можеби тоа не го кажеме на самиот почеток. Ќе го кажеме. Добро, јасно. Сакам да кажам идејата е јас сум во Малта баш поради ова. Се разбираме, че јас сум долго време во овој сектор уште од 2016-2017 година и ја избрав Малта поради оваа причина. Што сакам да кажам со тоа? Немаме кој да не, како да кажам, да прошири знаење, да прошири информации, посебно кога станува збор на македонски јазик. И сето ова започна со најобични чартови. Се разбираме, тоа е некоја техничка анализа нацртана на еден принт скрин, кој што почнав да ги споделувам по овие, да речем, неколку групи кои што ги има на криптоентузијасти, би рекол, како што ние ги нарекуваме на нашиот канал. Оттаму практично потекна до степен каде што луѓе замолија, значи можеш ли да направиш кратко видео, пробај да ни објасниш. И уште едно, значи никогаш идејата не ми била да го направам ова за да добијам, не знам, некоја слава или не знам. Значи реално кога станува збор за македонски канал, потреба е. Се разбираме? Значи буквално кај нас има огромна потреба, посебно за луѓето кои што имаат јазична бариера, затоа што не секој знае англиски, посебно кога станува збор за ваков тип на теми, станува збор за англиски од напреден аспект. Значи вие треба да ги познавате не само јазикот, туку и термините и формите кои што се користат во ваков тип на речем професија. Така да поради ова и постои самиот канал. Океј, ајде сега да го ставиме малце тоа на страна, идеме со твоите корени. За пошироката јавност, еве да кажеме дека Антонио Ѓоргиев ни доаѓа од Велес, од кај гемиџиите, па прво прашање и кратка биографија да ни се представиш, да не случајно потекнуваш од некоја гемиџиска фамилија, од каде ова гемиџија дојде? За жал не. А личиш вака со брадава, знаеш? Па добро, они до душа биле доста бричени, реално да правиме муавет, ама за жал не. Не, знаете како? Криптогемиџија е земено со причина, нормално. Идеалот на гемиџиите се заборава. Се разбираме, тоа е една од работите кои што јас ги видов додека растев. Значи за нас гемиџиите представуваат некој синоним за нешто, некаква борба, но во денешно време гледаме дека тоа едноставно, како да ви кажам, да, постоеле, се жртвувале и тука завршува приказната. За разлика од гемиџиите, например, гледаме дека во Македонија многу повеќе се слават комити, војводи и така. Значи гемиџиите се само синоним кој што се зема за пример дека нешто се случило во минатото. Во денешно време, посебно со оваа, да речем, финансиска револуција која што се случува преку блокчейн технологијата, верувам дека гемиџиите можеме да ги воскреснеме во едно сосема ново светло. Каде што наместо да се жртвуваме за нашата цел,
може да биде обратно. Можеме да растеме, да се едуцираме и да се обогатиме за целта која што сакаме да ја постигнеме. Така да оттаму потекнува идејата за криптогимиджија, од друга страна да не забораваме дека гимиджиите сами по себе и професијата сама по себе гимиджи е трговец. Така, значи тоа биле трговци кои што со геми патувале од Велес до Солун, мада да, точно, мада нивните татковци биле тие кои што патувале со гемиите, интелектуалците биле во Париз, така. Да бидеме реални, Вие на Париз. Идејата е таа, нели, трговец кој што на крајот од денот, нели, го добиле овој назив, би рекол, за луѓе кои што го измислиле модерниот тероризам и мене лично идоли. Ајде за твоите корени сега конкретно, во каква фамилија си растан? Транзицијска, во Велес не можеш во друга фамилија да си растан, така. Значи како Апасиев, така и ја. Сега ќе кажам и зошто. Значи знаете, Велес е место кое што во време на социјализмот било навистина развиено. Знаете дека постојат само неколку градови во цела Југославија кои што го носат називот Титов. Тоа е со причина, така. Значи во времето на социјализмот се изградени повеќе од 6 фабрики, што значи дека целиот град живеел од овие фабрики, така. Значи дури на некој начин претходниот познат предел за одгледување на афион е заменет со индустриализација. Така да едноставно после затварањето на овие фабрики и јас како и многу други во градот нормално со оглед на фактот дека имате огромна количина на работна рака, а немате каде да ја искористите, фабриките се затворени, иако реално не директно засегнато се тоа затоа што моите мајка и татко се учители. Значи знаете како ова е некоја клетва, како да кажам, мојата баба е првата учителка во поствоен Велес. Слободка Каребуничтанова, дури има и соодветен исечок од весник за неа, како нели првата жена после ослободувањето на Македонија која што завршила, ако не се лажам, беше втор степен гимназија, со цел да може да стане учителка нормално, и сега од неа веќе почнува така речено некоја линија на учители, се разбираме. Добро, и ти сега своевремено си на некаков вид на учител, не? Зошто велам клетва? Јас уствари завршив за правник, се разбираме. Да, значи јас завршив правен факултет, Јустинијан I, магистар по финансии и финансово право и правосуден испит, работев неколку години како правник, но магистар по финансии и финансово право секогаш ме влечеше малку повеќе, да бидеме реални. Работев во адвокатско друштво кое што застапуваше неколку големи банки во Скопје, јас работев во Ристикјева палата, верували или не, но стандардот на работа беше исто како да сте живееле во транзицијска фамилија, посебно ако не сте од Скопје, нели ако нема кој да ве препорача. Така да поради оваа причина одлучив дека нели треба да се заврши следното прашање е тоа. Да, јасно. Но корените, ако чисто само да се вратам за една секунда, значи мојата фамилија првенствено потекнува од Карабуниште. Тоа е село блиску до Велес. Биле јатаци, значи биле оние фамилии кои што ги поддржувале комунитиве и револуционери. И затоа им е запален целиот имот. И дел од фамилијата е, така наречено, загинат во овој инцидент со турците и они се тогаш преселени во Велес, затоа и презимето Карабунштани е уствари за да остане споменот дека потекнуваат од тоа село. А додека од другата страна сум потекло од Битола, дедо ми бил партизан уште на 12 години во Втората светска војна, така да ги имаме и комитите, и партизаните, и гимиджиите, се ни е во крвта, само нели да успееме да го примениме ова конечно денес. Така кажа дека си се школувал нели во Велес основно, средно, факултет, тоа све што. И сега што те натера тебе да отидеш да избегаш од земја? Ајде да одиме малце по редослед. Нешто направивме муабет уште кога се запознавме пред една година, дека си работел на брод, точно. дека си работел како златар, ако не се лажам. Ајде раскажи ни малце околу тоа, која беше првата твоја работа што ја доби надвор од Македонија и што те натера? Предпоставувам парите те натера и... Точно. Замислете да работите во адвокатско друштво во Ристикјева палата и да доаѓате со велосипед секој ден на работа. И кога доаѓа време, нели, практично да платите за адвокатската лиценца, која што беше 2000 евра, сега страв ми е да прашам колку е. Како ќе платите, кажете ми, лиценца од 2000 евра, ако вашата плата е 250 евра, и во овие 250 евра треба да покриете кирија, затоа што нели не сме од Скопје, треба да јадете во меѓувреме. Да, треба да јадете во меѓувреме, да бидеме реални, така да на крајот од денот, знаете, она во Македонија многу позната поговорка од нашите стопани, би рекол, нели, овие нови бизнисмени. Другар, ако не сакаш, има друг. Што ќе работи за тие пари? Сега, после 10 години, 12 реално, од како сум надвор од држава, гледам дека и тој другиот го нема веќе.
веќе И нема тој отишол. кој да викнат. Да, сега веќе овој другиот што ќе дојде за тие пари го нема, да. И знаете како, значи големо разочарување. Сега ќе ви кажам зошто. Значи јас од секогаш сакав да бидам правник, значи тоа и го направив, така, значи буквално како што кажавме. Со возот са бајле на факултет на поручек назад. Во возот учиш, во возот живееш, во возот буквално сите оние кои што доаѓаат од Велес знаат зашто зборувам, 24/7 и Господ нека ти ја напомош ако треба да ги минеш тие години по воз, но знаете како, така се кали челикот. Зошто велам јас? Железна генерација израсна оваа транзиција. Само жалното е тоа што оваа железна генерација на крај се уште е под некој голем притисок на овие, пак ќе кажам, стопани кои што владеат со Македонија моментално и верувам дека тоа треба да го смениме. Како и да е, значи последна сламка беше се пријавив на конкурс во кој што бараа повеќе од 3000 инспектори. И беше кажано дека сите оние кои што ќе дојдат со правен или со било каков тип на правни науки ќе имаат многу поголема предност потенцијално да добијат нели место во полициската академија, сакав да завршам и магистратура на полициската академија и да станам инспектор, така. И јас дојдов на некој испит, тоа е како да му дадете на некој што завршил средно да решава испит за некој што е четврто оделение, се разбираме. Значи со завршен правосудие, со завршени магистерски, нели? И доаѓам таму, ми даваат испит, да. Ама не, видете сега на крајот од денот испитот беше направен за сите, така. Значи оние кои што имаа правен и оние кои што немаат правен, така. Имаше пријавено многу луѓе кои што потенцијално сакаат да се запишат на полициската академија за инспектори, нели, без соодветни правни науки. И сега нормално тоа за мене беше смешно, го решив, така. И доаѓа, завршува да речем конкурсов и сега треба да не викнат за нели оние физички да, испити кои што нормално нема да бидат никаков проблем и јас не сум на листата. Значи јас не сум ниту блиску, се разбираме до оние кои што се примени, пак некој да ми каже дека таму биле пријавени 3000 луѓе со завршен правосуден и магистерски, мислам дека е малку неверојатно, така. И од тоа што реков вака, значи се вратив дома, се уште работев како адвокат, затоа што нели мораш да преживееш на крајот од денот без да успееш да купиш своја лична лиценца, едноставно е невозможно. И оставив актовката и спомнав на мојата мајка и реков вака. Актовката ќе стои овдека во овој ќош и кога и да се вратам дома, тука ќе стои да ја гледам за да знам зошто сум се откажал. Затоа што замислете вие ја треба да работам до некои 40-50 години за да можам да имам некој нормален живот. Значи тоа е смешно во држава во која што јас сум дал се од себе да се школувам со стипендии, во државни квоти, се завршено во ред. Јасно, си вложил труд, си вложил и на крај немате никаква шанса за опстанок, за најосновен опстанок, така. И тогаш реков тоа е тоа, отидов во агенција за значи има посебен тип на агенции во Македонија кои што работат за рекрутирање за бродските агенции, за така бродските... дојде до Бродов. Така. И дојдов и кажав вака на рекрутерката, велам вака, јас знам англиски и германски, во тоа време зборував тешно англиски и германски јазик, и велам, значи, ако ми кажеш позиција келнер, ако ми кажеш позиција, не знам, чиста, значи нема што да разговараме, тоа е, тоа во ред, фала многу и станувам. Добро, нема проблем, нели, ќе видиме што може, ми вика имаш две опции, вика као понапредни, тоа е практично опција која што на крузерите се смета за трет офицер. Значи јас официјално имав неофицијален ранг на трет офицер. Вика сакаш да работиш вика во продавници, значи имаат нели оние duty free продавници, или пак сакаш да работиш во казино, со оглед на фактот дека стварно не се разбирам во такви работи како казина и кладилници, како да ти кажам, досаден лик. Реков супер, ме интересира, значи дај кажи ми повеќе за продавниците. И ако сакаш можам да продолжам околу има доста интересна приказна за тоа како сакам слободно. Значи знаете како дете растено во транзиција не видело море, се разбираме. Значи ја реално ако го видов зеро неколку пати во животов, тоа е се така буквално Вардан, така растен на онаа транзицијска шема би рекол. И сега наеднаш доаѓате во ситуација во која што за прв пат во животот, значи добив позиција веднаш нормално со оглед на фактор дека знам два светски јазици, високо образовани сето тоа. И добив позиција, прв пат тогаш летав до Венеција, значи првото пристаниште беше Венеција, таму бев 6 месеци практично, круг било каде негде во Медитеранот и назад во Венеција, тоа ни беше матичното пристаниште и прв пат доаѓам на брод, значи ме зема асистент менаџерот и ми вика вака не си се кирај, сега ќе те оставам вика овдека, земи си храна, вика седи вика. Полека, опуштено, секи ве ред. Значи, после, јас тогаш бев некој 27, 26, 27 години,
седнуваш на 13 спрат на крузер во она огромна менза која што има цел спрат на овие крузери, со поглед на море и ти буквално седиш и тогаш се погоди кој забелја за Едисонце. И сега, знаеш како, една сосема друга слика во животот, се разбираме. Значи, претходно ти си возел велосипед на минус 15 степени по снег, со капут, нели, пошто треба да изгледаш отмено на крајот фатено. И сега наеднаш овдека седиш во еден сосема друг свет, на другата страна, би рекол, на светот, нели, и не можев да си верувам, се разбираме. Значи, една слика на сосема поинаков свет, а не е толку далеко. Значи, лет до Венеција е оприлика ако веќе тргат од Скопје, ете така. Значи, сосема друг свет. И првата недела, значи, го замолив асистентот, викам, од тоа што го имате да го понудите, да речем, викам, гледам дека има часовници. Бев заинтересиран многу. Ми вика, нема проблем, во ред, ќе те ставам нели кај часовниците, кога тоа те интересира. И при првиот ден разговор со еден од колегите, викам, добро, каде е најдобрата позиција? Кажи ми, кај треба да напредувам, така. Ми вика, чакай, рано ти е тебе, вика, како ќе напредуваш, чекај. Викам, добро, ти кажи ми, не се секире. Вика, од другата страна, вика, ја гледаш онаа, вика, мала продавница, викам, ја гледам. Вика, тоа е златарата. Вика, у златарата, вика, се влегува ако имаш 4 договори, вика, па тогаш можеш да разговараш потенцијално да те регрутираат таму. Добро, му викам, во ред, ќе ми даеш 5 минути? Во ред, добро. Влегувам натре, и во тоа време имаше турчин златар и разговарам со него, викам, се извинувам, вака и вака, викам, дојдов, викам, денес, нели, прв ден, мило ми е Антонио и сега, нели, човеков као, шо бара ој сега тука, па уше ми се представува, нели, најискрено, најпријателски. Велам вака, јас сум, викам, заинтересиран да работам тука. Ја ме гледа вака. Вика, ти знаеш, вика, дека за тука, као, нема шанси. Му викам, добро, во ред, викам, кажи ми, шо би требало да знам, например, за потенцијално да работам тука. И се смее. И ми вика, вика, или ми дава некој приречник, ме разбираш, оноа као за најосновни работи, за злато, за скапоцени камења и такви работи. И ја викам, добро, ти благодарам, си го земам тоа. И јас одам буквално после работа, седнувам, значи без пиење цела вечер, го помирувам сето тоа. Значи пак, кога си положил правосуден испит од 10.000 страни, кога ќе ти дадат некоја ваква книга, ти е као, добро, во ред. И доаѓам следниот ден и му враќам книгата и викам, слободно прашаме што те интересира. И он се смее, викам, слободно прашаме. И почна да ме прашува, кажи ми кои се основните критериуми за, нели, скапоцени камења, за злато, за ова, за она. И јас му одговарам, и он почна така рандом да ме прашува и ми вика, чекај, вика, само секунда, влегува позади, затоа што канцеларијата на менаџерот на продавниците беше одма позади златарата. И излегува и ми вика вака. Вика, слушај, ќе одиш, вика, доле, ќе ти дадат, вика, сако, вика, да измериш, поради тоа што, нели, продавниците работаа на кратки ракави, нели, не? Вика, ќе дојдеш, вика, доле да ти измерат сако и доаѓа, вика, имаше некој младо дете, бразилче, му вика, оди, вика, земи си го, вика, полото и оди, вика, на другата страна, вика, да го замениш, вика, таму кај часовниците. И јас малку нефер испадна од моја страна, но од тој ден буквално, значи, не помина 3 дена јас веќе ефективно работев во златарата во Бродот, се разбираме. И само тоа работеше као златар и или од смени? тогаш, значи од тогаш веќе 2 компании, 12 бродови. Колку години помина на брод? 7,5 оприлика. Знаете како на бродовите најчесто доаѓаш, па на некој начин доаѓаш 6-7 месеци, па те праќаат дома 2 месеци, па повторно на друг брод, така да постојано има циркулација на некој начин на овие компании, би рекол. Така, Угро ни беше нас на гости, ни раскажа нешто околу бродовиве и како се заработува, да. Се надам дека добро си заработил. Се ме интересира за јазициве. Како научи толку јазици да збориш? Ми кажа дека збориш германски, англиски перфектно, руски, ако не се лажам, италијански, шпански. Таму на бродов ги научи јазициве или? Значи, на бродот има, како да ви кажам, едно правило. Таму не ги интересира граматика, се разбираме. Се додека зборуваш одреден јазик, макар и тоа да е неповрзано, макар и тоа да се само група на зборови, се додека можеш да се разбереш со клиентот, повеќе од доволно. Од друга страна, бродот е една средина во која што на иста маса може да се најдат македонец, чилеанец, русин, јужноафриканец И Хрват, обавезно. Како безлив нигде. И знаете како, имате, на вистина имате една средина во која што може да научите многу. Од друга страна, јас сум бил, да речем, во сите сезони, овстен австралиска сезона, што значи дека сум работел во Јужна Америка долго, значи рута, например, од Перу, преку Чиле, Аргентина, до Монтевидео и назад. Значи, буквално цел... И сакам да кажам, во оваа средина не можете вие да зборувате англиски, се разбираме, посебно ако сте во продавница, така? Сакал Некел?
А кога станува збор за продавница за отмени часовници, значи вие навистина треба да се потрудите, така. Од друга страна има уште едно интересно правило на Брод, вели кој сакаш јазик да го научиш? Одлично. Најди си девојка од таму. Како не ди се? Нели е забрането девојки да имаш? На брод? Да, или не е забрането? Од екипажот воопште не. Не смееш да пипнеш. Значи можеш да пипнеш од екипажот што сакаш, не можеш од гостите. Ако Со гостите е забрането. А со екипажов, ако сака, можеш да се Еве пипнеш. вака сега би рекол, замислете една канта би рекол, така на среде море, во која што имате работа и имате некои 5, 6, 7 часа Плежер. так, би рекол плежер, така. Што ви правеле? Значи тоа е како да затворите, да речам, 10 глувци во една кутија. Што мислите дека ќе се случи, така? Значи тоа е реалноста. Во било кој момент каде што имате огромна количина на луѓе затворени во мал простор и нема што да прават, да речам, во овие 2, 3, 5 дена на море, најчесто, нели? Да, значи наравно учение извлековме дека мажени и женети не се оди да работите на брод. Точно. Може да се деси. Прва работа и Курсус. втора работа. Сакаш да научиш јазик, најди девојка од земјата која што го говори тој јазик. И верувајте ми, на вистина помага. Браво. Значи јас германски јазик научив уште во Македонија. Значи нас во средно имавме посебен тип на паралелка, така наречена германска паралелка, под покровителство на германската амбасада, би рекол швабската амбасада, се извинувам, моја грешка. Значи проблемот беше што како и се друго, парите исчезнаа. Да, значи ние бевме целосно платени да завршиме 4 години средно. Тоа беше една паралелка во Велес, една паралелка во Скопје, една паралелка во Битола. И на почетокот беше одлично, имавме професори од Германија, имавме огромен број на средства, реквизити за учење, посебни училници. Втората година нешто помалку, третата година наставниците од Германија напуштија и ние почнавме да разбираме дека некој очигледно се подновил со парите кои што се за едукација и во четврта година каде што требаше да полагаме оној Б тест за германски јазик, а сите знаевме многу повеќе од Б тест, значи навистина говорно бевме научени со 6 часа неделно фонд да зборуваме течно германски. Идејата беше дека сите овие студенти треба да бидат земени во Германија да продолжат да работат и студираат после завршувањето на средната школа, но објаснувањето на директорката беше као, па не знам што се случило, ни кажаа дека веќе нема да постои оваа паралелка, така да века јас се извинувам. Тоа беше објаснувањето. Добре, дојдовте во Македонија. Но јазикот остана, да, јазикот остана, а шпански и руски нормално научив на самите крузери. Знаете како сега сум моментално хотел менеджер во Малта и многу од луѓето мислат дека као нема шанси да зборува. Јас вака велам. Слободно посетете во хотелот, јас моментално во мојот состав имам и јужноамериканци и речем украинци, руси. На сите им се обраќаш со нивниот матерни јазик. Тачно. Ајде кога сме кај Малта, беше што беше на брод, колку рече 7-8 години. Па 7,5. Ајде така нека е и што се случи наеднаш Антонио да реши да се тргне од златарскиот бизнис, да дојде на копно во Малта и зошто баш Малта, мислам, што те поттикна таму да реално, создаваш? Бродот е одличен, како што каже и сам, додека си сам. Значи, додека си заинтересиран за, би рекол, авантура, така. Знаете зошто? Бродот е едно многу интересно место, но зависи која професија работите. Добриот дел во продавниците е тоа што кога и да застане бродот на било кое место, вие не работите. Зошто? Затоа што продавниците се duty free. Што значи дека мораат да бидат заклучени додека бродот е приготвен. И јас имав шанса и да јавам слонови во Тајланд, и да се качувам на кинески храмови од озгора па да се сликам на змејот. Сакам да кажам, буквално имав шанса да направам се што сакав да направам и доаѓа момент каде што како ќе ги видите сите континенти, повеќе од 100 острови и така натаму, значи време е да, нели, да формирате фамилија, така. Сега, знаете како, главната причина поради која што бев на брод е да видам што има во светов, така. Меѓу другото да видам каде би сакал да живеам во светов. Се двоуме помеѓу 3 локации, Сингапур, Аруба и Малта. Сака ви кажам зошто. Сингапур е буквално надвор од овој свет. Значи станува збор за, како да кажам, значи како вселенска станица на Марс. Доста богата земја. Не само богата, него и стандардот и начинот на живот се е преубаво, но е предалеко. Се разбираме? А ваква професија како мојата е секаде барана, се разбираме. Значи во Сингапур ги има најбогатите брендови. Зборувам брендови како Шопен, Бланкпард. Значи тоа се огромни, да речам, брендови кои што се швајцарски, но затоа што имаме голем потенцијал и голем капитал во овие земји, ги има практично на секој чекор.
Значи, буквално најдобрите брендови, се разбираме. И она што јас го имам како искуство на сите овие, да речем, сезони со јазик, многу лесно би можел да најдем работа. Втората локација Аруба, иста ситуација. Тоа е Значи, на Карибите негде? Аруба? Да, значи испаѓате на Карибите, тоа се оние 3 острови кои што се во собственост на Холандија се уште, колонијални, знаете како е. Значи испаѓаш продавница Breitling, испаѓаш продавница Mont Blanc, испаѓаш продавница, значи еден куп, се разбираме, нема каде нема таква продавница. Повторно, зашто туристичка дестинација многу луѓето доаѓаат да купат. И последната беше Малта. Значи искрено би живеел на Аруба денес, но е премногу далеко од нашата земја. Значи јас на Малта успеав да ги донесам сите мои најдобри другари, двајцата мои браќа. Значи едноставно тоа беше единствената локација која што е најблиску до Македонија, која што е дестинација во која што ви може да работите со ваков тип на професија, иако на крајот завршив да работам хотел менаџер, а највеќе од се е англиска. Значи, ова е единствениот остров во Медитеранот кој што зборува на англиски јазик. Официјален англиски јазик. Ете така. На исток сите острови се или цигански, се извинувам, грчки, нели, да не се навредат ромите во нашата земја, значи ги нарекувам цигани грците исклучиво, или пак турски. Нормално на север италијански и хрватски. Малта као малтешки јазик постои? Постои, да. Значи тоа е некоја Латински смеса нешто, од... а? Не, арапски верувале или не. Арапски. Да. И поради ова, значи, највеќе одговара, они има два јазика официјално, значи они имаат свој малтешки јазик, зошто, значи, на Малта оприлика на секој 100 години оприлика се менувало целото население, верувале или не. Значи, буквално Како го зазимале островот, да. Така си го променувале. Со тоа што они се многу блиску до Либија. Ефективно они биле дел од Картагена, да речеме времето кога Картагина била Ханибал. Ете така, времето против Римското царство и верували или не, во пунските војни Малта е уствари првата територија која што ефективно е превземена од римјаните, нели, како да речем плен од картагенците. Така да во тој момент преминува во, да речеме, ефективно европски раци и на некој начин и останала до ден денес, со тоа што повторно се менувало постојано, па била дел од Византија, била буквално затвор добри 100 години и така натаму. И темпларите имаат. Да, темпларите се на крај. Значи ова е дури откако темпларите се целосно избркани од Кипар, значи темпларите кои што имале своји бази на Кипар, откако турците, нели, османлиите успеваат да го превземат островот, им е дадена како поклон од папата во тоа време на темпларите и тоа овдека не се само една, туку биде повеќе нации. Ето така. И они практично го утврдуваат затоа што е многу стратешка позиција, станува збор за централна позиција помеѓу Европа и Африка и буквално се наоѓа во средината на самиот Медитеран. Сега проблемот е што они се, како што кажа, многу блиску до Либија. Имаат многу прифатено од сарацените, би рекол, од оние арапски племиња на северот од Африка и нивниот јазик е 70% арапски. Но ако прашате малтежанец, они би велат, не, нашиот е микс од италијански и европски. Зошто? Затоа што на некого да му кажеш во Малта дека он е близок до арапите, е навредливо, се разбираме. Замислете како тоа арапи во Европска унија. Не, ние сме напредни, се разбираме. Соглед на тоа, извини, ќе те прекинам, дека се измешани многу, нели, народи што дошле таму, како колонијалисти што го заземале остров. Како изгледаат прав малтежанец, бели се, црни се, измеѓу, дај малце тоа да не доближиш до тоа. Значи, знаете како, кога ќе дојде некој, нормално ви се представува една сосема друга слика. Зошто? Затоа што они се дел од Европска унија, затоа што они се буквално првите деца на папата, се разбираме, како многу блиску до Италија. Значи, папата е омилена фаца во Малта, се разбираме, они се хардкор католици. Значи, кој ќе умре папата, ден на жалост се умре. Комплетно. Значи, последниот пат папата дојде, беше блокирана цела Малта, буквално. Значи, замислете, имаше пар кои што се венчале тој ден, затоа што знаете кога доаѓа папата и буквално во невестински фустан стоеа среде патот за папата која ќе помине да им даде благослов. Верувале или не, па тоа беше најголемата вест во Малта што се случила во последните 10 години. Значи така оприлика изгледа. А реално они се, значи без промашај се арапски племиња, значи ниски, темни, без промашај. Нивниот јазик е буквално арапски. Еве имаше една интересна анекдота кога почнав да живеам овдека, затоа што еден од најдобрите цимери кои што некогаш сум го имал беше од Тунис. И навистина, значи многу до ден денес живееме и му велам почнавме да живееме во Малта, разговарав еден час, ми вика, извини, вика, мора да ти кажам една вика работа. Кај нас вика кога разговараме за малтешки јазик, вика велиме вака. Вика имам, се извинувам сега, ова можеби ќе навредам некога, ама ќе ви помине. Вика имам ретардирано братучерче, вика он кога зборува арапски е исто ко малтешки вика.
И знаете како кога арапите зборуваат за нив така, тогаш ви станува јасно колку е тоа мешавина од англиски и италијански. Да, постоја. Значи, они имаат добри 30, да речем 20-30% од овој јазик. Како што кажавме, биле дел од Римската империја, потоа се превземени од Франција, па на крај останува протекторат на Англија и на некој начин си земале зборчиња од сите и некоја интересна смеса на јазик кој што ние би рекле дека кај нас би бил еднаков на струмички. Реално. Значи, кога би земале тоа македонците како што имаат струмички дијалект, така и арапите имаат малтешки дијалект, би рекле. Така би изгледало. Комесаре, ајде сега да позборуваме малку за твојот фамилиарен статус, нешто начнавме. Ти имаш синче, да го поздравиме, како си ка? Војдан Владимир. Војдан Владимир, поздрав од цела екипа на Редкаст. Имаш супер татко да го слушаш. Што е со твојата сопруга? Не е македонка? Ако не се украинка, добро, ја запозна на брод? Да. Или ај малце да ни кажеш како Вака се сега, случи значи, тоа. Дојде да купи злато и ти нешто тука. Па не, беше ствари дел од екипажот, како што кажаме, нели, значи гостите се надвор од дофатот на екипажот. Тоа е, значи, казнево веднаш одиш дома. Не, напротив, она беше дел од екипажот, значи се приклучи на нашиот екипаж во Њу Јорк. Јас искрено да ја кажам, тој беше многу дол договор, значи сменив 4 бродови во еден договор, затоа што нема доволно златари, нели ми беше прво бев во кинеска сезона, па потоа ме пратија во јужно кинеска, нели Виетнам, Сингапур, Тајланд, па ме пратија на крај во јужно американска сезона, почнувајќи од Њу Јорк, па надолу нели низ цела Јужна Америка и се запознавме буквално под кипот на слободата. Значи, нели знаете дека веднаш под кипот на слободата е едно од најголемите крузери, да речем портови за крузери. И тогаш се приклучи, значи дојде таму. Знаете како кога има прв состанок, најчесто на почеток на круз, се собира целиот, да речем, екипаж кој што е дел од продавниците и сега најнаш доаѓаат нови, нели, оние кои што се овде веќе не знам неколку месеци, се запознавате и нели, во тој круз практично почнавме да контактираме, кога станува збор за ист корен на крајот од денот, значи се наоѓа блиско, се разбираме. Значи од Македонија до Русија сите се растени на некој начин на ист начин. Може таму немаат кристал, веројам имаат маргарин. Само што не се вика кристал како кај нас. Идејата е дека се наоѓаш на иста бранова должина, се разбираме. Сите оние Словенски. Ете така. Од Македонија до Русија без промашај. Сите кои што се на брод на некој начин тоа се оние групирања некогаш. Значи сите кои што си имаат истата крв си се држат на некој начин заедно. Така се запознавме, значи бевме еден цел договор заедно, потоа јас затоа што реков, значи доволно тоа е тоа, заврши со авантури, сакав нели да изградам на некој начин фамилиарен живот. Беше поканета да дојде да ни се приклучи на Малта, јас сум мојот најдобар пријател, најдобар другар од Пелени, дојдовме таму, он е уствари дел од каналот, тоа е мајнерот или нели Јован. Поздрав Јован. Буквално од Пелени, значи прво оделение, така да тоа беше планот, он буквално беше пратен во извидница да го види островот, затоа што јас го видов еднаш, бев, ми се допадна, но он беше пратен да види цени, јазик. Па што да не врате цел Балкан собран на купче. Да, но тогаш не го знаеме тоа. 2019 година не беа толку многу. Не, а сега се оприлика 5% од целото население Балкан. Што има најмногу Зборувам Срби? македонци и срби, да. Да, знам дека Срби имам. Верували или не, има 4000 македонци и 4000 македонци со бугарски пасош. Тоа се 8000 цел град од Источна Македонија. Ете така. Цело Толку има, Делчево да само го македонци толку има. преместиш на Малта. Добро, и девојка што ја викаш ти? Да дојде, нели, викам вака и вака, викам ние сме стационирани, доколку сакаш повели, дојди на одмор, нормално дојде на одмор и на некој начин тука почна остана се. ветувањето, врати се и да си живееме заедно, еве, да чукнам во дрво, се е супер, не можам да се пожалам, тропско место, тропска клима, а во Европа си, така да реално сега се е одлично. Сега моментално твојот статус ти работиш во хотел? Да. Која е твојата позиција таму? Значи, јас сум асистент менаџер реално на хотел, затоа што имаме генерален менаџер кој што е одговорен на целиот ланец. Јас сум асистент менаџер на еден хотел. Тоа е хотелот кој што гледа на Валета, преубав хотел, повелете слободно, значи како што знаат сите македонци. Ќе ни даеш попуст за кога и да соби, дојдете, претпоставувам. нема проблем, Да. само дојдете, не е уопште Екипата проблем. од Редка се вика снима. Лендзен хотел во Слеман, значи на многу монденско место, на бивша касарна на Англија. Значи, како да ви кажам, реално не можам да се пожалам затоа што на крајот од денот самата позиција е доста лесна, но е многу одговорна. Мене ми е буквално работа да функционира хотел. Па види, Разбирам, тебе од ти е секој лесно да дојдам, ја нема да ми биде баш лесно. Со време. Разбираш, значи Со време. ти така си го имаш тоа сварено у главата време, и верувам. затоа така функционираш.
Кажи ми, ајде вака со македонци се собирате или имате ли време еве да си седнете ко Македонија у кафанче, да си отидете нели слави, се слават ли таму тие традиционални Се. работи или Вака сега, значи присуството на православни на Малта е големо, се разбираме. Добро. Значи имаме огромна количина на срби, имате татари, нормално без нив нигде. Значи станува збор за сите оние балкански народи кога станува збор нели за православни народи. И имаат и собствена црква. Значи постои српска црква во Валета, која што е православна, сега за жал нема македонска, така да во оваа ситуација ако веќе некој сака да прослави нешто, тоа го прават во српската црква. Нормално ги нема сите празници затоа што нели пак на некој начин се разликува православната црква на Македонија од српската, но ако веќе имате потреба, нели религија постои и нели може да искористите, а генерално животот на Малта посебно за балканци е многу добар. Сега ќе ви кажам и зошто. Значи, Малта е првата земја која што дозволуваше уште во 2015-16 година да дојдете и да останете со туристичка виза, да најдете работно место и веднаш да почнете да живеете во Малта. Сега реално малку на долг план е покомплицирано, затоа што може да имате само едногодишна лична карта, па потребни се 5 години и така натаму да не должиме, но генерално е многу лесно. И затоа огромна количина на балканци прво доаѓаат на Малта, точно. Дури има место кое што се нарекува Буџиба, кое што ние го нарекуваме Балкан Таун. Значи, тоа е место каде што влегуваш во кафич, седнуваш и келнерот прво ти вели, повелете, sorry, how can I help you? Значи, буквално во тој степен, да. Значи, верували не постојат исклучиво македонски ресторани и тоа е, например, два месото гурме. исто ли е? Шарската иста Да, ли е? исто. Зачините исти ли се? Да, не, сега, знаеш кај е проблемот? Проблемот е што во европските земји, посебно во Малта, се готви без зачини, верували или не. Само во ресторани како балкански, македонски, српски, да, исто како овде, се разбираме. Но генерално на Малта, верували не, се готви без никакви зачини. Се појавија многу разгалени од типот лактос интолерент, ајде тие барем ги разбираме, навистина имаат. Ама овие кои што имаат проблем со хемороиди. Знаете како у денешно време некој е виган, па некој е смеси. вегетаријанец, па некој е глутен фри и едно време сватите, престана, сватите. да. Значи, Али да. генерално за балканците има доста добар живот, има доста добри места, балкански. Многу ми е испофали Малта, а јас ќе ти кажам па друг факт. Поле, Многу поле. луѓе знам што се врати од Малта и што не се задоволни. Зашто би? Што е работа? Не Вака се сега. соѓаат добро или што е? Не, види, една главна причина за тоа е Платата добра ли е? Стандардот визниот добар режим, ли е? прво е проблем. Сега ќе ти кажам зошто. Имаат проблем на пример луѓето со семејства. Затоа што ти како поединец можеш да дојдеш да работиш без никаков проблем. Проблемот е ако имаш семејство. Малта бара да имаш одредена количина на приход, ти и нели твојот партнер, жена, маж, Да. за да имате доволно, например, за 2 или 3 деца. Што значи дека ако не го исполнувате тоа, ефективно Малта ќе ви ги депортира децата. И тоа се случи, за жал. Тоа е првата причина. Втора причина е едногодишна виза. Значи, овдека може да најдете работа и се да биде во ред. Еве, например, се случи ситуација со COVID, каде што многу од овие агенции, каде што луѓето работеа, едноставно затворија врата, така. Значи, COVID, нема угостителство, нема туризам, ефективно останувате без работа, немате виза, се враќате назад. И трета битна работа која што до сега сум ја видел е луѓето кои што имаат почетни позиции се разочаруваат, се разбираме? Од надомест. Да, има начин да се напредува, многу лесно. Значи јас почнав да работам како менаџер на трета смена. Значи јас бев менаџер на 2 хотели на трета смена, буквално нокен менаџер, така. Со тоа што требаше време додека напреднам да ми дадат соодветна позиција. И проблем е што во Малта не смееш да изгубиш работно место, се разбираме. Ако изгубиш работно место имаш само 2 недели да најдеш ново и да спремиш документација за да го добиеш. Во спротивно мораш да испаднеш нели на правило за Шенген, така, каде што мораш да бидеш 3 месеци надвор, па повторно можеш да се вратиш назад 3 месеци. Така да тоа е главниот проблем. Главниот проблем е визата. Колку е просечна плата во Малта? Сега за сега од тоа што јас сум можеби статистички е поинаку, јас до сега не познавам никој што има помалку од 1500 евра плата. Што не е лошо. Да, ама знаеш Нас како? тоа е добра плата. Точно, проблемот овдека секогаш е киријата, се разбираме. Значи за да Капе се изнајмиш кириите, место 700 евра, 800. Па знаете како е сега реално, јас имам локација која што е веднаш до морето, но ја изнајмивме кога беше ковид, се разбираме. Кога беа буквално многу ниски кириите. Јас плаќам 800 евра кирија, се разбираме. Но во денешно време, посебно ако дојдеш во погрешен период, тоа е многу на проблематично. такво место. Ако дојдеш во сезона, кога сите се заинтересирани, тоа е проблем. Најчесто се случува да плакаш некои 400-500 евра за соба, се разбираме.
Тука е проблемот. И сега наједнаш, знаете како, луѓето велат, абе не е возможно. Вака ќе ве прашам, ако вие треба да искористите само 1/3 од вашата плата, да платите кирија и сметки, па ај кажете ми каде има такво нешто. Со 1/3 успевате да покриете плата, кирија и сметки, така? Да. Реално не е лошо, така? Абе, знаеш како пак ќе кажеме на крај, на кој како му се погоди, бе? Точно, тоа си управа, да. Окей. Ако си овдека заев, ќе ти се погоди лесно, не? Немаш потреба, така? Ај малце да разбиеме, ќе те прашам само на кратко што музика слушаш, бидејќи сакам една песна ти спремив да ти отсвирам, пред да одиме со вториот дел, каде што ќе го викнеме Горан Костовски, такозвани Чиз, кој ќе поставува малце постручни и поконкретни прашања, се согласуваш со мене, се во интерес на гледачите, бидејќи ја те прашам од приватниот живот, он ќе се фокусира малку на криптографијата. Што музика слушаш, кажи? Значи, Марлон Брандо. сме растени на рап и метал. Значи, посебно во мојот град имаше некоја, да речем, дивизија помеѓу металците и се останато, се разбираме. Така да, реално сме растени со метал, да, растени сме со Нирвана, со Металика, со Рамштайн, растени сме со, нели, овие Соад и бендови како... Ете, може, се прифаќа. Може, само тоа го знам од Металика. Не се знае, може, јас сум Ама знаеш како? Рок поп фраер, брат. Сега ќе ти свирам нешто. Ај кажи извините. Не, нема проблем. Сакам да кажам, растени сме на вистина со музика која што беше underground. Во тоа време имаше и каде да се види, се разбираме. Дури и оние MTV и VH1 во тоа време на вистина имаше Headbangers Ball во понеделник каде што можеш да дознаеш кои се сите овие метал групи, се разбираме. Во денешно време за жал не можеш и да сакаш да дознаеш. Само не ме тене да пеам една работа која што на вистина. Значи јас сум музички писмен и имам завршено основно музичко школа во Димитар, само како и да се викаше во Велес и свирам виолина. Стварно? Да. Па што не Значи, кажа, виолина ќе 7 ти години најде. имам завршено основна школа, свирам виолина, но за пење секогаш сум бил катастрофа, значи апсолутна катастрофа. Затоа и не се ни обидувам. Значи како вика, пиеме само вика ако си извинувам, пееме само ако си вика во воен хор или во пијано стање, вика иначе не пееме. Добре, јас ќе ти отсвирам една песна од еден мој омилен македонски кант автор Јаков Дренковски. Песната се вика Скитник. Се надевам дека и него еден ден ќе го видите во Редкаст. Иде вака. Само не ме да ме заспиеш. Го сакам денот што си оди, ја сакам ноќта јас. Утрата што мина ти се и ноќите во сон. Го сакам сето она што го немам сега јас, сакам се. Патеките по кои одам веќе не ги знам. Земјата на која спија мој е еден дом и ветерот со кого зборам, единствено го знам, пријателе мој. Јас знам, сепак еднаш ке го најдам својот дом и се ке мине како сон. Се ке мине во еден час, штом ке запрам јас. А сега, другари и другарки, во Редкаст го каниме Горан Костовски Чиз. Да го поздравиме со еден аплауз! Повелете, господине, седнете. Ви благодарам, господине Кирил. Ние дојдовме сега малце постручно за околу криптотехнологијата да разговараме. Сега, као прво прашање, вака као на лајци, пошто 99% од луѓе се лајци, да ни објасни што е криптотехнологија, што е блокчейн, што е смарт контракт, се тоа вака, као
првачиња. Кратко, као 40 минути оприлика. Што можеш побрзо? Вака, значи, блокчейн технологијата самата по себе представува софтвер. Еве, да биде полаички кажано, како што, например, имате моментално софтвер кој што е централизиран и произведен од Apple, од Microsoft, така, например, најосновни софтвери кои што ги користите како Windows. Ова е софтвер кој што е направен on-chain, односно не е централизиран, е целосно децентрализиран, никој не го поседува и никој не може да го смени доколку нема согласност од поголемиот дел од во оваа ситуација оние кои што го контролираат, тоа се самите нодови. Сега, тоа е проблемот што ако треба ова на кратко да се објасни е многу комплицирано, но пак ќе кажам, идејата е дека моментално постои ваков тип на софтвер кој што е целосно децентрализиран и кој што може да биде користен за сето оно што ние моментално го користиме централизираниот софтвер, односно програмабилноста, како што кажа нашиот соговорник Чиз. Значи станува збор за софтвер кој што може да биде програмиран за се што ви е потребно. Значи сите овие апликации кои што моментално ги гледате, без разлика дали е банкарска апликација за плаќање или пак е некоја игра или пак е не знам некоја апликација за гледање филмови или видеа, сето тоа може да биде испрограмирано на еден блокчейн. Значи повторно станува збор за доста деликатна и доста комплицирана тема, значи не е толку едноставно како што моментално се обидуваме да го представиме, но сакам да кажам дека на вистина не е ни толку недостапно како што многу од луѓето го замислуваат, се разбираме. Иако програмскиот дел е доста комплициран, на крајот од денот повторно станува збор за софтвер, кој што вие не морате целосно да го разберете за да можете да го користите. Тоа е многу битно. И уште едно подпрашање, како овие што копаат биткоини или други криптовалути, како заработуваат? Што е Вака финтата сега, тука? може би ќе биде многу подобро кога би го објасниле како кога јас и Чиз би сакале да направиме една трансакција, така. За да направите една трансакција сега вие практично е потребна Трансакција на пари. банка, така наречена нашиот водител, кој што практично за да можеме да направиме една трансакција, јас морам мојата да речем капитална или капитал кој што го поседувам, да го пренесам преку нашата банка до соговорникот Чиз. Што значи дека без банката, реално, ако сакаме да направиме нели онлайн, да речем, трансакција, е невозможно, така? Затоа што еве Чиз е овде, јас сум на Малта, што значи дека ако сакам да му пратам пари, мора да има посредник, така? Поентата на блокчейн технологијата е да го отстраниме посредникот, што значи дека може да го извадиме назад за сцената, не мора да го гледате, и јас и Чиз можеме да комуницираме директно. Односно, посредникот кој што претходно представувал соодветна компанија, банка или плаќачка услуга или како и да е, сега е заменет со софтвер. Овој софтвер е уствари блокчейн софтверот кој што го представуваат самите нодови или мајнери, зависи каков тип на софтвер представува. Односно, ова се децентрализирани машини, чија што единствена работа е токму тоа, верифицирање трансакцијата од мене до Чиз. Односно, во оваа ситуација, наместо тоа го правите преку банка, за вас тоа го прават овие нодови или мајнери. Ја праќате трансакцијата, они ја верифицираат, потврдуваат дека јас на вистина имам тој капитал и дека тој е мој капитал и го пренесуваат тој капитал на адресата на Чиз. Што значи дека се трастлес, така, значи не мора да им верувате. Знаеме колку веруваме на банките во денешно време, но како и да е, овдека воопште не морате да верувате, затоа што станува збор за машина. Што значи дека единствената работа е токму тоа, да ја трансферираат капитална, да речам, смеса од мене на, да речам, лицето на кое што ја праќам, а за тоа добиваат мала количина како награда. Повторно, наградата може да биде различна, некогаш самиот протокол, односно блокчейнот ја доделува награда, како што е во ситуацијата со биткоин, или пак некогаш и самиот блокчейн ви наплаќа вас. Значи, ако јас треба да му пратам 100 денари, значи фи, така речено на плаќање на услугата, би рекол да речеме 2 денари. Така, значи дека јас плакам 102 денари, од кои 2 денари ги добива мајнерот или нодот, зависи кој ја верификува оваа трансакција, а оние 100 денари ги добива мојот соговорник. Со тоа што нема да навлегуваме премногу во тоа како функционираат мајнерите, ако евентуално нели би сакал да ме прашаш без никаков проблем, затоа што тоа е доста комплицирано, нели? Фактички они даваат графички картички или компјутери на како подкирија, и за тоа добиваат процесирачка моќ. Да, процесирачка моќ даваат. Ајде одиме понатака за Македонија. Многу луѓе влегуваат во крипто во Македонија со надеж дека ќе заработат на пример од $100, $100,000 за брзо време. Што би рекал на тоа и како треба македонскиот народ да почне да гледа на криптовалутите? Значи, брза заработка е најголемата грешка која што не само македонскиот народ, туку било кој народ во светот ја има.
Зошто го велам ова? Знаете како, еве да земеме еден пример. Значи во претходниот bull market имаше реклама на New York Times Square, значи нели огромна, каде што се рекламираше некаков си меме коин, Shiba или Dogecoin, како и да е. Што сакам да кажам со ова? Вие гледате една, да речем, ситуација од милион. Зошто? За еден човек да се збогати преку ноќ со купување на одредена валута во точен момент, треба милиони луѓе да изгубат. Се разбираме? Значи, на крајот од денот, оваа смеса на пари која што имаме на пазарот е единствена. Што значи дека нема ново креирани пари. Односно, сите треба да ставиме во овој пазар за некој да добие, се разбираме, значи нема ново произведени пари. Што значи, за вие од 100 денари да направите 100.000 евра, некој треба да изгуби 100.000 евра за вие да ги добиете, се разбираме. Тоа е онаа разлика каде што многу ретко се случува некој да биде така наречено среќен да купи одредена валута во точниот момент пред истата да стане популарна, се разбираме. Затоа што ќе напоменам, една од главните грешки кои што сите ги прават е токму тоа. Брзи пари не постојат, освен во кокаин, нормално, но во се останато, за жал, брзи пари не постојат. Што значи, ова е исто како се останато, без разлика дали инвестирате во злато, дали инвестирате во акции, дали инвестирате во било што во светот, значи станува збор за наука. Значи, ова не е коцкање, ова не е казино, ова не е кладилница, значи станува збор за соодветна наука која што стои позади ова инвестирање, која што ќе ви дозволи да имате поголема веројатност да спечалите на долг рок. Тоа е многу битно, на долг рок. Дали мислиш дека преку криптовалутите се случува редистрибуција на капиталот или се уште тоа е само игра на најбогатите и влијателните и кој е главниот бенефит од криптото за обичниот човек, да рече? Целосна редистрибуција на капитал, би рекол. Знаете зошто? Значи, моментално, една работа која што многу од луѓето се уште не ја согледуваат е дека поголем дел од глобалниот капитал е се уште во рацете на онаа генерација така наречена baby boomers. Тоа се оние генерации кои што живееле после Втора светска војна, кои што на некој начин биле доста разгалени, можеле да си купат куќа со една плата, жената, сопругата не морала да работи, можеле да изгледаат 5 деца со една плата, да ги школуваат, да купат за сите 5 деца куќа и така натаму, но нели во денешно време со оваа инфлација станува збор за сосема друга ситуација, што сакам да напоменам со ова. Следните генерации кои што доаѓаат, за жал, имаат едно целосна комплетно друга слика на светот. Односно, овие бейби бумерс живееле во време во кое што се купувале само акции, се купувале обврзници, се купувало злато. Сега веќе следните генерации воопште не се заинтересирани за тоа. Зошто? Значи, еве на вчера на нашето предавање го кажавме ова како пример. Значи, само во акции во Америка моментално во јануари 2024 година пазарот на акции е 65 трилиони долари. Така, значи тоа е огромна маса на пари која што моментално е влезена во овој сектор на капитал. Проблемот каде е? Кога ќе го земеме целиот криптопазар, истиот е 4 трилиони долари наспроти овие 65, од кои 2 трилиони се само во биткоин. Што значи дека ако бараме потенцијална технологија или сектор во кој што би можеле да добиеме поголема добивка, секогаш бараме сектор кој што има помала количина на пари која што е внесена во истиот. За разлика од тоа, златото моментално има 20 трилиони долари маркет капитализација. Што значи дека новите генерации гледаат многу поагресивно, многу по, да речам, динамично на тоа како да направат, да речам, капитал. Со тоа што моментално се случува премин на овој капитал од бейби бумер, со тоа што знаеме дека станува збор за луѓе кои што се во своите касни 70 години, така. Што значи дека кога оваа маса на капитал која што претходно имал вашиот дедо, ќе премине во ваши раци, затоа што знаеме дека вашиот дедо сигурно нема сега или барем многу малку од нив би сакале да научат што е крипто, што е нели нормално биткоин и така натаму, така да кога вие би ги добиле овие средства, нормално дека би ги внеле поголема веројатноста во крипто наспроти злато или акции и така натаму. Така да затоа моментално гледаме една генерацијска, да речам, поместување на капиталот, буквално така, да, прераспределба. Кажи ми, во Малта како е регулирано криптото? Кога би го пишал законот за Македонија, што би стал? Дал треба да се оданочува, каква регулација да има за да нема скемери кои што ги има, кои што ги крадат на луѓето капиталот го крадат и така натака. Вака сега, значи Малта беше првата земја во Европа која што имала крипто регулатива.
значи уште од 2016-2017 година, со тоа што сега веќе Малта спаѓа под МИКА. Значи тоа е многу битно. Тоа е, Што е тоа МИКА? МИКА е законот кој што е донесен на ниво на Европска унија цела ЕУ. за регулирање на криптовалути, меѓу кои нормално стейблкоини и регуларни криптовалути. Тоа е Markets in Crypto нешто. Искрено сега не го знам точниот назив, но како и да е, идејата која е? Дека сите овие земји, затоа што овој закон е донесен на највисоките институции во Европа, кои што се дел од Европската унија, мораат да се прилагодат со соодветниот закон на овој генерален закон за цела Европска унија. Така да, реално, Малта веќе тоа го направи и ефективно почетокот на оваа година почна повторно истиот овој закон да функционира. Разликата е во даночењето. Секоја од земјите во Европска унија треба да одлучи сама колку данок. како, колку и кого ќе го даночи. Со тоа што е една многу битна работа, значи една од главните причини поради која што јас живеам во Малта е токму тоа. 0 евра данок за долгорочни инвеститори. Се разбираме. Значи оние луѓе кои што ги држеле своите средства во криптовалути повеќе од една година, автоматски се рачунаат како странски капитал, затоа што тоа е средства кои што на некој начин излегле од малтешката економија. И за ваков тип на капитални, да речем, инвестиции, дозволено е да ве изземат од данок. Нормално ова не е така едноставно како што звучи, значи потребно е повторно на крајот од денот се тоа да го пријавите во соодветните органи во Малта за финансиски пазари, со тоа што откако ќе го пријавите, они прават практично увид во вашите трансакции, гледаат дека на пример овие средства сте ги извадиле, да речем сте ги смениле во XRP, Ethereum или што и да е, и истите останале на тој начин повеќе од една година, автоматски не ви следува данок на добивка. Во спротивно, доколку сте трговци, следува данок на добивка од 30%. Се разбираме. Значи, за оние кои што, например, постојано прават трансакции влез и излез од самиот пазар на Збориме од крипто во банка. Точно. Во пари, не во крипто стейбл. во кеш. Значи не мора да биде банка. Крипто кеш. Ете така. Значи во секој момент кога вие практично продавате со цел да извадите профит или ете така. Со тоа што многу битно е дека не е фиксно 30%, туку 30% само на добивката. Да, на Значи ќара, само на профит. ете така. И ако имате загуба, тогаш оваа загуба се пребива од следната добивка. Што значи на сите овие трансакции што вие моментално сте ги направиле, само на тој обем кој што вие во профит, 5% профит, ако е 30%. ете на така во исти. Значи дека е многу поволно. И моментално, да напоменеме, значи имав една емисија со друг канал во Македонија, каде што имаше представник на Комисијата за хартија од вредност, кој што јасно образложи дека моментално криптовалутите, иако во сива зона, не се целосно регулирани, во Македонија се легални. Така да и он истиот, значи како гости на оваа емисија ги повика, значи во било кое ваше представништво за финансии, во било кој град во Македонија, слободно може да се обратите, ќе ви помогнат слично на ова од Малта, е и кај нас. Односно, плаќате данок само на онаа добивка која што сте ја направиле од криптовалутите. Така да, немој да мислите дека е целосно нелегално во Македонија, ова е кажано нормално представник на Комисијата за хартија од вредност. Ама не е во закон регулирано, Се уште не. Но е регулирано како капитална добивка. Као Се разбираме? акции да се Ете така. Дали сте инвестирале во акции, во крипто, во нафта, во злато, на крајот од денот од добивката се плаќа одредена количина на данок. Колку е искрено не знам, не сум го забавен затоа што не ме тангира директно, затоа и го нели го кажам. Сакав јас да се умешам ке се. Слободно. Значи еве практично тоа да го представиме. Ако земам сега ја некој ќар од некоја криптовалута, каде го пријавам данокот? Вака сега. Значи, според кажувањата на овој стручњак, УЈП. ете така. Во УЈП како стандарден приход, се разбираме. Ако не го пријавиш, значи е нелегално. Сега знаете како пред камера, ако не го пријавиш како опции, добро, тоа ме интересира, значи не, отворено, според некои искуства кои што јас лично ги знам, постојат доста луѓе кои што ги продаваат овие валути надвор од земјата, се разбираме. Значи, иако ова е, пак ќе кажам, сива зона, значи да бидеме јасни, ова не е совет, ние не ви кажуваме што да правите, јас ви кажувам искуства на македонци кои што одат во локалните земји. Во Бугарија најчесто. Да, значи нели Знам, да не е, ама случај. во Татарстан, точно. Значи во најблиските места каде што може да најдете банкомати кои што се криптомат во исто време. Значи во Македонија имаше еден од моловите, за жал да го страниле. Во Изгейт. Да, го Беше страни пред се уште, не знам, ако е таму супер. Тој, така. Да, значи како биткоин. Да стаиш, да, или да Ете извадиш така, пари. И значи они како прават? Има Правилото мервачици.
Значи правилото на Криптоменувачици. патување. Да, точно. Заменувачниците на вистина сива зона. Не можам да ви кажам, знам дека многу луѓе ја користат. 90% тамо ги вадат пари. Точно, и тоа ми рекоа дека некоја смешна како 1%. Менувачницата си го пресметува данокот што треба да го плати према државата и она ти кине. Не, Тоа не знам, Менувачицата не ти знам. зима само провизија. Да, не значи, ако они, сега ќе ти кажам зашто, ако они плаќаат данок, ќе ти го наплатат тебе. Данокот секогаш го плаќа последниот, се разбираме. Што значи дека ако они треба да платат данок на тоа, нив не им се исплаќа. Зошто? Он тебе ти вели јас ќе ти ги променам средства за 1%. Значи ти плакаш 1%, сака 1000 евра, така, ти зема 1%. Еден од до тоа два, зависи. И ти ги дава во кеш, се разбираме. И ти си чист. Да. Според тоа што сега моментално го гледаме во Македонија. Зошто? Затоа што не е регулирано. Тоа е таа сива зона која што моментално се користи. Во спротивно, како што кажав, одиш, не знам, во некој од локалните во соседни земји, променуваш и ти имаш правило на, нели, travel rule, дека не смееш да влезеш во Македонија со повеќе од 10.000 евра. Во спротивно треба да даеш покритие. Ако е помалку од 10.000 евра, ефективно тоа е кеш и ти го внесуваш и почнуваш да користиш како кеш. Мислам, според Како тоа би го напишал тој законот за регулација на крипто? вака, во значи, Македонија ако би. гледам дека ова што се прави Дали на Малта по примерот моментално на Малта? го копира и во Германија. Значи во Германија е истата ситуација. Доколку е капитална, така го нарекуваат. Значи капитална инвестиција која што треба да не биде променета назад во кеш повеќе од една година. Зошто го велам ова? Јас значи дадов неколку пати Предлог предлог. чуваш у стейблкоин И- на години ќе го промениш. Ако ми дозволи, да, но стейблкоин се рачуна како кеш, се Да, разбираме. така, Значи според новите закони е моментално тоа баш беше пред неколку денови. У Етериум да го ставим. Да, значи Најстейбл. било која валута која што не е стейблкоин, затоа што ефективно стейблкоинот представува дигитална форма на кеш или тоалетна хартија во боја, како сакаде, со тоа што практично вие треба да имате одредена количина на кеш која што е заклучена. Како функционира стейблкоин? Да речеме дека јас сакам да направам $1000 во стейблкоин, така, USDT, USDC. Јас морам овие $1000 да ги уплатам на компанијата која што врши токенизирање на кеш, се разбираме. Што значи дека јас кога ќе уплатам на Tether, компанијата која што ја поседува USDT, нели, валутата, они тие пари мораат да ги заклучат. Што значи дека овие $1000 они ги заклучуваат и тебе ти даваат дигитална верзија на истите. Што значи дека јас можам да ги користам било каде, но ефективно тоа представува кеш. Во моментот кога сакам да ги вратам, јас ги враќам овие дигитални, они ги отклучуваат моите кеш пари и ми ги враќаат на банкарска сметка. Така да тоа представува кеш. Но кога станува збор за еве ако ми дозволите, значи сакам да се обратам до највисоките челници на левица. Уште еднаш ќе го кажам ова јавно, значи ги повикувам доколку се спремни во било кое време, ако треба јас ќе платам повторно лет, ќе дојдам во Македонија, ќе разговараме, ќе седнеме, ќе го анализираме малтешкиот законник и ќе ви објаснам зошто. Во Македонија постои една цела генерација на криптоинвеститори кои што не се заинтересирани за политика ни по точка разно. Не е ова купување гласови, верувајте ми, не е, но во иднина Ќе дојде ден. сите оние земји кои што ќе го регулираат овој дел побрзо ќе бидат приоритетни за сите потенцијални бизниси кои што се дел од криптосветот. Сега ќе ви кажам зошто. Зошто, што мислите вие, зошто Европа толку многу брзаше да го реализира мика законот во сите земји во Европската Унија? Во исто време, зошто сега, токму сега, се прават огромни напори во администрацијата на Трамп да се регулира целосно целата криптосфера? Зошто во исто време Путин, најголемиот противник на Западот, најавува биткоин резерва? Направија целосна легализација на криптовалутите и криптомајнингот во Русија. Зошто? Значи, треба да се запрашаме, ако овие големи сили во светот го прават тоа, сигурно има причина, така? Значи, без разлика дали биле БРИКС или биле западни, моментално криптотехнологијата представува тоа што представувало нуклеарното оружје во 1945 година. Се наоѓаме во ситуација во која што светот тивко или гласно се брза да се наоружа со оваа технологија. Знаете зошто? Затоа што моментално БРИКС како заедница успеа да докаже дека криптовалутите се единствениот начин со кој што може да се надминат сите санкции на Западот. Нешто досега незамисливо во досегашната позната технологија. Што сакам да ви кажам со ова? Значи, моментално, како што во 1945 година ниту Истокот, ниту Западот смеел да си дозволи едната страна да поседува нуклеарно оружје, а другата не, така и во овој момент, кога видоа која е моќта
на оваа технологија која што не може да биде банирана, не може да биде одземена од вас, не може, значи ништо не може да направат освен да дозволат да постои затоа што не е во нивни раце. Ќе постои без разлика на тоа дали имаме данок или не. Идејата е која? Оваа технологија се случува без разлика дали вас ви се допаѓа тоа или не. Моментално Европската унија го направи тоа од аспект што сака да привлече што може повеќе бизнис, исто како што тоа го направи Трамп. Неговото предизборно ветување беше вака: ако сакате вашата компанија со крипто да просперира и функционира, ќе дојдете во Америка, се извинувам, во Мурика да го развивате вашиот бизнис. Идејата која е? Се повеќе и повеќе се развиваат ваков тип на технологии, ова не се бизниси. Напротив, ова се технологии кои што решаваат проблеми од секојдневието кои што досегашната технологија не можела да ги реши. Кој ќе успее да биде доволно паметен да ја абсорбира оваа технологија и регулира на време, земете го за пример Обединетите арапски емирати, земете на пример Сингапур, Ел Салвадор. Тоа се компании кои што моментално во што може побрзо темпо се обидуваат да ги регулираат криптовалутите. Пак ќе ве прашам, не јас како локален стручњак, така, туку зошто? Запрашајте се вие зошто. Затоа што на крајот од денот, како бизнис, блокчейн технологијата може да донесе многу за Македонија. Само ако бидеме паметни и го направиме ова први. Да, потребно е храброст, да, постои ризик, но пак ќе ја прашам. Ако Европска унија, Америка и Русија во моментов работат на тоа што побрзо да се регулира и што повеќе од овој капитал да се примами да дојде на нивно тло, тогаш зошто ние, како и секогаш, заостануваме повторно позади сите останати, така? Така е. Да прашаме се дали очекуваш во блиска иднина и криптотехнологијата да се користи во секојдневниот живот, како трговија, плаќања. И што мислиш за овие што ги најавуваат CBDC, Central Bank Cryptocurrency? CBDC е тешка тема, за тоа ќе ни треба едно добро 3 часа, но нели. Вака сега, значи првата работа е дека многу од луѓето се уште не разбираат дека они користат блокчейн на секојдневно ниво, се разбираме. Прост пример. Во Велес, јас не можев да си верувам, постојат 3 менувачници, така, кои што имаат знакчиња на Ethereum, знакчиња на Bitcoin, знакчиња на XRP, на се, така. Што значи дека вие претходно беше невозможно. Постои една анекдота, јас ќе се потсетам, е доста смешна, ќе се насмееме. Значи денеска вие може буквално во било кое ќоше да користите крипто. Многу едноставно, во било кое време размена, дури не ви ни требаат централизирани менувачници, KYC и така натаму. Значи јас во 2016-2017 година, тоа беше нели пред два bull маркети би рекол, значи кога правевме майнинг, тоа беше почетокот на некој начин на онаа глобална адаптација. Јас се сеќавам, живеевме во Карпос 4, имавме Ethereum майнери и бевме на некој начин пионири. Тоа беа првите луѓе во Македонија кои што почнале со майнинг во тоа време. Знаете како се купуваше крипто? Преку оглас. Верувале или не? Во весник, преку оглас. Значи, да најдеш друг човек да ти купи. 2016 година во Македонија, прво затоа што се ногаме нели надвор од Европска унија, надвор од Шенген зона, практично Северна Африка, да бидеме реални. Значи било кој од овие менувачици беше недостапна за македонците. Значи не можете со лична карта и пасош за Македонија вие не можете да имате профил на Binance. Така, профил на Кракен во тоа време. Да. Значи единствено постоеше CXIO и мораше да се користат надворешни дебитни картички како пионир за да може да купите и продадете. Во исто време кога сакавме да купиме крипто, на пример јас се сеќавам првиот Ethereum во мојот живот, го купив во 2016 година и беше купен преку оглас. Значи ние моравме да се јавиме, значи на оглас и продаваме Ethereum, се разбираме. Значи цена по договор, така. Да. И се јавуваш, значи ти се јавува дечко, ти повелете и викаш вака и вака се интересира да купаме Ethereum, вика супер, значи се ногаме во аеродром, повелете слободно, колку пари во ред, значи нели, нормално ни по точка разно, ниту блиску до она што е на берза, затоа што на крајот од денот знаат дека не можеш да го купиш, мораш да го купиш по цената која што ја диктираат. И како и да е, сега да не навгуваме во тој дел, доаѓаме во кафич, значи јас со двајца, он со двајца, нормално, не знаеш што ќе се случи, значи буквално како дил, се разбираме, ќе ни испоапсат, они не знаат ни што купуваме, што продаваме, се разбираме. Значи пари на рака, тука телефони, па се праќа од една на друга адреса, се разбираме, па провериш стасано е добро, повели, он брои, се разбираме. Значи буквално кога да се случува некаков дил, така. Од дилање, да. Да, а уствари ти купуваш Ethereum, така. Значи 2016 година за денеска, значи без никаков проблем, имате еден куп централизирани менувачници, децентрализирани менувачници, значи менувачници малски кои што може да ги користите. Сега зборувам само за
пристап до криптовалути. А понатаму, значи вие у денешно време постојат дебитни картички со кои што можете во било кое време било каде да платите, така. И тоа директно од вашиот новчаник. Значи не е тоа толку научна фантастика колку што се обидуваат да ви го представат, така. Од друга страна па колку од апликациите кои што ги користите се on-chain, а моментално многу луѓето не знаат дека е тоа така. Еве, некоја најобична игра што ја играте, на пример. Може да е on-chain и да е моментално, не знам, со криптовалути, а вие ни да не знаете за тоа, така. Значи се повеќе и повеќе станува секојдневие. CBDC, Касно ли е CBDC? ако сакаш да одговорам. На кратко како? На кратко, знаете како? CBDC, Кои се бенефити, кои се лошите централните работи? банки, кои што досега буквално го назадија финансиското, да речем, работење или финансискиот систем до степен на камено доба, реално, значи со ова принтање на тоалетна хартија во боја, инфлацијата е надвор од контрола, централните банки принтаат како да нема утре, и наједнаш излегува Народна банка на Република Македонија и вели, знаете што? Ние го заебавме финансискиот систем, ама можеме уште појако и уште побрзо, ако ни дадете тоа да го правиме на дигитален начин. Наместо да принтаме тоалетна хартија во боја, ние ќе ни дадете да имаме моќ Ќе куцаме. на едно копче. Enter. Или колку ти треба нови 10 милиони денари? Повели. Уште ти треба 10, уште 10. Вака. Значи, ете, ова представува CBDC, се разбираме? Значи, разликата помеѓу CBDC и блокчейн е тоа што блокчейн никој не го контролира единствен ентитет. Што значи дека на крајот од денот вие имате група, значи огромна група на мајнери нодови кои што треба да се сложат за нешто да биде променето. Што значи дека инфлацијата е скоро невозможна. За разлика од тоа кога станува збор за Народна банка на Република Македонија, апсолутно никој од секојдневните граѓани нема никаква моќ да интерферира, да запре или да ограничи принтање на пари, се разбираме. Девалвацијата, Дури ни инфлацијата која што вие властите гледате, нема моќ. никој. На крај, добро, реално со властите тоа е направено во тандем, иако официјално не смее да се случи, но нели, знаеме како функционира, на крајот ден само ова ќе ви го кажам. Значи, доколку дозволиме да се развие CBDC на било која банка, ние ефективно преку финансискиот систем си дозволуваме да бидеме модерни робови. Има целосна контрола над вашите финансии. Значи, тоа ќе биде дигитална вредност која што оние контролираат. Со тоа ќе ве контролираат каде одите, што купувате и дали смеете да купите, кога трошите, така да само вака ќе ви кажам. Ако дозволиме на Народна банка на Република Македонија да направи дигитални денари, вие ефективно не смеете да кажете ништо против власта, не смеете да протестирате. Веднаш ќе ви кажам зошто. Кога можеа во Канада, каде што се уште не постои CBDC, да ги блокираат сите нивни сметки и да направат целосен бојкот финансиски на луѓето кои што протестираа против пандемијата, така, замислете што ќе направат во моментот кога вие ќе испаднете на протести против оваа власт, а они тоа не го сака. Ќе ви исклучат, ево копчето. Како принтаат пари, така ќе ви исклучат, вака ќе направат. Кирил протестирал. Во ред. 3 дена нема да може да купи ништо од продавница, после 3 дена ќе видиме дали ќе сака па да протестира. Еде така. А вие размислете. Добро. Касно ли е сега да се влезе во крипто? Со оглед на тоа што биткоинот више поминува над 100.000 долари или тука се движи. Вака се, значи на вчерашната презентација користевме една многу, да речем, лесна симулација зошто не е касно. Моментално постои тракер затоа што блокчейн технологијата е толку транспарентна што може да се следи се. Буквално колку луѓе поседуваат новчаници, каде се наоѓаат тие новчаници, што има на тие новчаници. Блокчейн технологијата е целосно транспарентна. Да, нуди приватност затоа што овие адреси се јавни, но не знаат кој ги поседува. Но вие може јавно да видите што се поседува на овие адреси. Зошто го кажувам ова? Затоа што ефективно преку блокчейн технологијата вие може да направите тракинг на тоа колку луѓе во светот поседуваат блокчейн. Било каков тип на криптовалути. Само 6% од вкупната популација во светот моментално поседуваат криптовалути. Разликата е во тоа што, за разлика од било која технологија во светот, ова е прв пат кога секојдневниот народ поседува технологија што институциите ја сакаат. Се разбираме? Значи без разлика дали било тоа интернет, Секогаш било обратно. Секогаш било обратно. Еве земете го интернетот. Значи интернетот бил првенствено измислен За во Америка, Пентагон. користен во Америка и потоа почнуваат да го прошируваат како мрежа. Но на крајот од денот кои се оние кои што највеќе пари добиле од тоа?
EOL, така, оние големи куќи на така речено провайдинг на интернет, така. Што значи дека повторно институциите биле тие први кои што го поседувале, а на крајот дури секојдневните граѓани. За разлика од тоа, институциите подценувајќи оваа технологија, мислејќи абе тоа се некои деца во подрум си играат нешто таму, некои дигитални пари ова. глупираат. Значи пред 4 години Лери Финк, кој што е нормално знаете и сами, водачот на најголемата asset under management компанија во светот, значи не земји, BlackRock. BlackRock е вистинскиот финансиски магнат во светот. 11,5 трилиони под менеджмент. Пред 4 години Лери Финк изјави: абе, биткоин. Тоа вика колку повеќе биткоин има во една земја, вика, тоа значи дека има повеќе перење на пари. Вика. Биткоин Повеќе е криминал. коефициент за перење на пари. За сега Лери Финк да биде апостол. Значи апостол, он го следи моментално и го шири госпелот на биткоин, се разбираме. Значи моментално пред само еден месец во светскиот економски форум, во нели на стопаните во светот кои се собираат еднаш годишно во Швајцарија, да одлучат што ние овците треба да правиме и како нели треба да не регулираат. Значи истиот изјави вака: доколку имате, вика, страф од вашите централни банки кои што ја девалуираат вашата валута постојано, значи не е лага, е Лери Финк го кажал, доколку имате страф од геополитика, доколку имате страф од макроекономски појави како не знам рецесии, депресии и така натаму, вика, купете си биткоин. Ама вика, јас не ви го продавам, вика. Не, вика, само ви кажувам што јас правам. Вика, секој од вас треба да се одлучи сам. Ако најголемиот финансиски магнат во светот купува биткоин, сега, како да нема утре, значи BlackRock моментално на дневно ниво, зашто е транспарентно, не може да се скрие, купува стотици милиони долари вреден биткоин секој ден. И ова многу лесно може да го проверите. Постојат страни кои што прават тракинг на овие биткоин спот ETFs, каде што ефективно од берзата може да видите колку биткоин е изваден од Тоа е ETF, што значи? ETF представува Мене не ми е Exchange јасно. Traded Fund. Значи тоа е Не е знаете како? биткоин, ама е ETF биткоин. Да, но вака сега. Значи берза, така. На берза се продаваат секаков тип на индекси. Разликата во Exchange Traded Fund е што кога вие купувате ваков индекс, оној кој што го држи тој индекс мора да поседува толку колку што вие сте купиле. Во превод, BlackRock поседува Купува биткоини и им фонд. продава ETF-и. Аха. Не. Знаете како? Вие купувате акција во ETF, така. Значи еве прост пример. Сега да речеме дека би сакал нормално, но не сум, да речеме јас сум Лери Финк, така. Вие сте мој клиент, сакате да купите биткоин, но не можете да го држите сами. Се уште не постои легална основа по која што вие како компанија може да купите А биткоин. пошто не е регулирано. Ето така. И вие може да го купите тоа на берза, што значи дека вие ефективно не го поседувате тој биткоин, поседувате акции во противредност на биткоинот кој што јас го држам во старателство за вас. Се разбираме? Што значи дека ако вие купите кешки нека може да купат 1 милион долар вреден биткоин, практично вие ги давате овие 1 милион долари, јас ги користам истите за да купам моментално од берза биткоин и овој биткоин го држам во ваше име. Се разбираме? Значи, држам старателство на овој биткоин во ваше име. Точно. А јас за тоа наплаќам практично кирија, процент, за тоа што го држам во ваше име. Тоа е. Ете така. Значи, што значи дека на крајот од денот ние се ногаме прв пат во историјата каде што институциите сакаат нешто што ние го поседуваме. Се разбираме? И пак ќе кажам, ако го споредите блокчейн технологијата со тоа каде се ногаме технолошки, е исто како да сте биле дел од dial-up интернетот во 2000-тите. Таму се наоѓа моментално блокчейн технологијата во однос на развој кога би ја споредиле со тоа каде се наоѓа интернетот. Разликата е во тоа што во 2000-те година никој од нас, барем не оние кои што ги познавам јас, не можел да си купи акции во EOL, така, во оние големи провайдери на интернет. За разлика од тоа, ние денес можеме на секој чекор да го И направиме. многу луѓе ги имаат више, ги држат Точно. тие акции. Ај сега малце да лично прашање едно, пред некој време Појде. објави дека го продае Етериумот. А како што знаеме, нели го објави твоето портфолио вака јавно, Јасно. без суми, чисто проценти, најголем дел доминира XRP-то во твоето, околу 30% мислам беше. По прилика, да, точно. Што мислиш, дали за брзо време XRP ќе го помине Етериумот и ќе стане втора валута после биткоинот со оглед на тоа што пред 2 месеца XRP беше негде на 15-то место, а сега е трето место. Точно. Вака сега. Ова е доста стручно прашање, сега верувам дека голем дел од гледачите се малку изгубени, но како и да е, мораме да го одговориме како што е. Значи Етериумот поради една единствена причина го елиминиравме од портфолиото, затоа што се наоѓаме во рисков сезона. На некој начин ова е најдобриот и да речем
профитабилниот дел од бул маркетот, иако моментално така не изгледа, да бидеме реални со цените. Па реално бул маркетот 2 дена пука јако и после Да, но 2 недели го чекаш. Ова се макроекономски и геополитички појави кои што не можете да ги предвидите. Значи вие не може да знаете дека моментално Трамп станал са бајле и вика Меланија не ми даде, ама сега цела Европа ќе го добие. Стајте им вика на европските земји 10% Кој 10, тарифа. може 50 после Па да им- добро, ама ми разбираш поентата, значи како можеш да предвидиш сега дека он ќе направи Black Swan настан, така? Не, добро си Оние- најави. Па да, ама за најавите, некој ама од нив чекаме. реално, да, и сега е моментално како лотарија, така. Како и да, јас пак и понатаму верувам дека алткоин сезоната е пред нас, значи оваа година до крајот на истата очекувам дека ќе биде доста профитабилна. Една работа која што многу луѓето ја забораваат дека ние не сме во овие 3 месеци, ние сме во овие 8 години. Што значи дека ние најголемиот дел од нашето портфолио го алоциравме во крајот на 2022, почетокот на 2023 година. Што значи дека поголемиот дел од овие алткоини кај нас е во масивен профит, така. Што значи дека јас од Ethereum моментално, иако очекувам добар перформанс, разликата е во маркет капитализацијата. Ethereum моментално има повеќе од 400 милиарди маркет капитализација. За разлика од тоа, XRP има само 100. За разлика од тоа, голем дел од 150. оние... Да, ама ми разбираш поентата, значи станува збор за се помали и помали маркет капитализации. Односно, кога се наоѓаме во ваков тип на напреден дел во еден бул маркет, каде што пак на крајот од денот една работа која што мораме да му ја признаеме на Трамп е што прави се што може за криптовалутите. Значи, тоа е нешто досега невидено. Од технички аспект. Претходната администрација се обидуваше целосно да ги сузбие. Сега имаме обратна ситуација, значи дека треба да гледаме големата слика, да не ги гледаме овие 2 недели, така. Втора работа, значи имаме ситуација во која што истиот ветува економски напредок. Во економски напредок спаѓаат и криптопроектите, затоа што поголем дел од нив се наоѓаат на територија на Мурика, така. Што значи дека ефективно ние и понатаму очекуваме добар економски, да речам, дел од оваа година. Што значи, ако е оф риск сезона, се обидуваме да ги елиминираме големите по маркет кап коини, со цел да добиеме максимален профит во овој последен дел од бул маркетот од помалите маркет капитализација проекти. Зошто? За јас со своите $100 на пример инвестирани, добро, не се 100, него само како пример. Ако јас сум инвестирал $100 моментално во Ethereum кој што има 400 милиарди маркет капитализација, истиот треба да порасне на 800 милиарди, што значи дека треба да се најдат толку инвеститори што би го зголемиле дупло неговиот маркет кап до 800 милиарди за јас да направам $200 заработка, односно 2x. За разлика од тоа, ако јас ги алоцирам моите средства моментално во помали маркет капови, кои што има доста добар потенцијал, солидна фундаментална анализа, односно технологија, ефективно има многу поголема потенцијал за заработка. XRP, значи една работа која што треба да знаете за XRP повторно. Во моето портфолио XRP е 30% затоа што така порасна, се разбираме. Значи моментално јас сум алоцирал во XRP колку сум алоцирал во Cardano, колку сум алоцирал во Polkadot во раните стадиуми на овој bull market. Зборуваме Тоа беше крајот на 0,2-0,3. 2022, почетокот на 2023 година. XRP ефективно во нашето портфолио е 10x. Што значи, моментално XRP се наоѓа таму каде што се наоѓа затоа што пораснал на тоа ниво. Разликата е во тоа што ние моментално очекуваме доста добри катализатори кога станува збор за Ripple, повторно ова не е финансиски совет, значи ние не ви кажуваме што да правите, само зборуваме нели што и како стигнало до овој степен во нашето портфолио. Моментално треба да имаат свој спот ETF, значи има повеќе од 5 апликации на Комисијата за хартии од вредност на Америка, с кои што чекаат да бидат одобрени за Ripple Spot ETF. XRP Spot ETF. Дополнително, овде ќе има најава дека Бред Гарлихаус, кој што е нивниот нели еден од CEO, двајца се, ова е еден од нив, ќе биде дел од криптосоветот на Трамп, кој што треба да биде советник за криптотехнологија. Прилика за месец-два би требало да се Па формира. би требало со оглед на фактот дека веќе го Први 100 најавија. дена ветион. Точно, веќе го најавија. Значи ако го најавиле тоа значи дека наскоро треба да се случи. И трета битна работа е дека овој случај кој што моментално беше наметнат врз XRP и Ripple, кој што е буквално тужат, да. гериатрија Джои Гери Гангстер, кој знае зашто зборувам. Значи тоа беше хајка со која што требаше да биде уништен овој проект. Значи не само што не го уништи, а они буквално го вратија посилен од било кога и моментално ако ова заврши очекувам дека ќе имаме добар напредок на цената, повторно не е финансиски совет. Но не заборавајте дека овој bull market е пред нас, значи до крајот на оваа година очекуваме доста добар перформанс. Како се ќе заврши останува да видиме, но секако нели можам да се пофалам. Дали сега може да се сме солидно. случи, пошто ете викаш, бидејќи викаш дека сега институциите влегуваат, дали може да се случи да трае 3-4 години овој bull market?
секој bull market е иста да приказна. Секој bull market некој вели, не, ова ќе биде bull market кој што ќе трае и никогаш не се случува истото. Знаете зошто? Една работа која што крипто секторот ја има, а никој друг ја нема, е предвидлив циклус. Иако звучи моментално како Ама добро, 2-3 циклуса си, не. Точно. Моментално постојат 3 целосни циклуси во кои што халвинг, значи халвингот на биткоин, тоа представува посебен тип на алгоритам кој што е вграден во самиот блокчейн на биткоин, кој што ја преполовува наградата за која што разговаравме на почеток на овој лайвстрим на оние луѓе кои што практично прават майнинг, кои што ги верифицираат овие трансакции. Што значи дека секои 4 години наградата на мајнерите се преполовува. Значи на почетокот била 50 биткоини Во за еден капитал блок. се преполовили или во биткоини? Во биткоини како награда. Што значи дека на почетокот во првиот циклус, значи сите мајнери добивале 50 биткоини на секои 10 минути за запишан блок. Оној кој што ќе го добие правото да го запише блокот на трансакции, како што биле нели во оваа ситуација, добива награда од 50 биткоини. За сега моментално се наоѓаме на 3,25. И ова ќе продолжи секои 4 години. Ваквиот шок на приливот на биткоини на пазарот секои 4 години предизвикува почеток на bull market. Затоа што вие се наоѓате во ситуација во која што ефективно нешто што има огромен интерес го преполовувате. Односно, ова јас го земав како интересен пример, го објаснив во еден исто вака подкаст. Еве, замислете дека има едно селце, така, и во селцево постои фабрика која што произведува чевли, така. Значи, моментално фабрика произведува 100 пара чевли секоја година. И селово знае дека толку луѓе се, значи може да се покрие, што значи дека не се брзаат да купат чевли, така. Знаат дека толку произведува фабриката, нема проблем, значи кога и да сакаат ќе си купат чевли. Замислете дека после 4 години фабрика вели од сега ќе произведуваме само 50 пара чевли. Разликата е во тоа што до сега овие 100 жители на селово сваќаат дека чекај, тоа значи дека некој ќе оди бос, така. Автоматски почнуваат да брзаат да купат чевли затоа што знаат дека ќе има многу помалку во оваа сезона, така. И што се случува? Наеднаш цената почнува да расте. Сега замислете дека истото се случува повторно и после 4 години оваа фабрика вели сега ќе произведе само 25 пара чевли. Интересот е поголем, цената расте. Така. И сега знаете каде е најголемиот проблем? До сега ова беше само во ова селце. Ама сега соседниот град, кој што е многу побогат, Лери Финк и екипата од Светскиот економски форум, вика, чекај, па јас сакам чевли, полека. А вика, јас имам моментално многу повеќе пари од луѓе во село. Сега замислете кога за овие 25 пара чевли се напреверуваат Заев, Мијалков и останатите селани. Кој мислите дека ќе оди бос, да ве прашам сега? Останатите село. Да, ете така. Значи сега ние разбирате поентата зошто моментално Обичниот сиромав народ. зошто е моментално цената на биткоин $100,000, а била само неколку центи. Сега јасно е како Пред се тоа 12 се движи. години. Така. Практично ни обясни. Вакви примери сакам. Со чевли. Со чевли. Следниот пат за опинци. Следниот пат попирите. За железните опинци. Чистиш на колку прашања имаш? Ше едно-две. Ајде да привршуваме. Често во твојот Човекот подкаст треба авионот да го фати. зборуваш за геополитика. Што те натера да се интересираш за геополитика, влијанието врз криптопазарот или општ интерес ти било? Вака сега, значи геополитиката верувам дека е еден, како да кажам, неодделив дел од ова што го правиме. Знаете зошто? И тоа сме го покажале многу пати до сега. Значи геополитиката е можеби најбрзиот катализатор за промени на пазарот. Односно, секој пазар, без разлика каков тип на пазар е, дали е тоа пазар на ресурси, дали е тоа пазар на друг тип на капитални добра, обврзници, акции, криптовалути, сите се поврзани со макроекономските појави и геополитичките појави. Што значи, доколку вие гледате само во крипто секторот, кој што представува едно многу мало делче од макроекономијата, вие нема да разберете зошто има волку големи промени во вашите валути. Еве да го земеме моменталната ситуација. Ние имавме колапс на алткоините, така, неколку дена од 10-15%. Луѓе кои што не се интересираат, да, точно. Луѓе кои што не се интересираат за макроекономија, нема да знаат зошто тоа се случило, така. Значи нема да знаат затоа што моментално Трамп најави тарифи на Канада и на Мексико дека ова се случило. Односно, идејата на нашиот канал е дека секој инвеститор или би рекол следен гемиџија, значи ќе мора да знае
да го чита пазарот. За да го читате пазарот, вие не можете да се занимавате само со вашето делче од пазарот. Без разлика дали е тоа крипто, нафта, жито, не знам што и да тргувате. Така, идејата е која? Дека доколку знаете како да ја читате макроекономијата, да ги следите моменталните поместувања во макроекономијата, монетарните политики на најголемите земји, посебно на Мурика кога станува збор за резервната валута во светот. И, многу битно, геополитиката, така, зошто го велам ова? Значи, доколку вие не знаете дека со секој конфликт на Блискиот Исток се манипулира цената на нафтата, автоматски се манипулира цената на доларот, автоматски се манипулира цената на се останато на пазарот, вие нема да знаете зошто во моментот кога почнаа да ја бомбардираат Газа, ние имавме огромен нафтен шок кој што предизвика цената на нафтата да се придвижи нагоре, кој што нормално со оглед на фактот дека се уште 4/5 од транзакциите за нафта се во долари, предизвика доларот да почне да се движи нагоре, автоматски се останато да има многу помала вредност. Но доколку вие не се интересирате за геополитика, вие нема да знаете дека тоа се случило. И не геополитика од типот СДСШ или ДПМНЕ. Не, ние сме само едно зрнце песок на една Копакабана плажа, се разбираме. Значи, треба да се интересирате за реалните настани во светот. Прва работа, значи, од аспект на инвеститор, затоа што најголемите и најдраматичните промени на пазарот се случуваат токму на геополитичката сцена. Како пример би ги зел моментално дестабилизацијата на Сирија. Моментот кога колабираше, не би рекол режимот, затоа што очигледно не е режим, ова што дојде сега е режим или ИСИЛ, како сакате, значи кога беше соборен од власт Башар ал-Асад, во тој момент цената на нафтата почна да расте како да нема утре. Така, исто со тоа почна да расте и доларот. Во првиот момент кога најавија примирие во Газа, тоа беше 21-22 јануари, цената на нафтата почна да се движи надолу. Автоматски, цената на доларот почна да се движи надолу. И ако некој мене ми кажува дека нема никаква поврзаност геополитиката со пазарите, тоа значи дека навистина не се занимавал со инвестирање. Така да несомнено и неизбежно е. И втора многу битна причина. Во Македонија, ние ги нарекуваме распрскувачи на фекалии, овие телевизии кои што моментално постојат, затоа што тоа е единствената нивна улога. Значи, освен турски серии, втората улога им е тоа, распрскувачи на фекалии би ги нарекле и на глобално ниво, затоа што тоа не се вести. Тоа е аранжирана пропаганда од Кале и од останатите играчи во оваа монопол игра, кои што се пласираат на вашите телевизори за вие да бидете мирни. Не се секирајте, се е под контрола. Нема никаков проблем. 18.000 деца умреле во Палестина. Се е дел од планот. Се е во ред, не се секирајте. На Шител кажа дека одлични сте, немојте да се секирате за ништо. Само вака ти кажам, македонецот, за жал, секогаш добива информации од туѓи пропаганди. Значи, време е да почне да мисли самиот со собствената глава, а тоа може да го направи само доколку добие информации кои што не се аранжирани, односно информации, голата вистина. Што на вистина се случува во светот? Тоа е вториот аспект, зашто многу акцент ставаме на геополитика на нашиот канал, затоа што македонецот треба да знае што му се случува и да знае кои му се стратешки партнери. И последното прашање, кажи. Јас сакам едно лаичко прашање да поставам. Еве некој на пример, че вака публичко стои. Значи некој на пример ете го измислил се тоа. Добро. Бориме со криптовалутите. Што ќе се деси ако има некоја војна и наеднаш се да снема? Дали е возможно такво нешто? Например, наеднаш да ги снема криптовалутите, да го снемат, да ја снемат целата платформа. Вака сега. Прва ситуација. Во 2023 година имавме колапс на 4 големи банки во Америка. Тоа беа Silvergate, Signature и Silicon Valley Bank. Така, Silicon Valley Bank беше едно од најголемите, што потоа предизвика за Bank of America, дека ама се извадени. И се уште не се извадени. Сега али проблем се, да. Значи се уште имаат нереализирани загуби. Која е идејава? Во моментот кога почна да колабираат овие банки, и FTX, Microsoft почна да паѓа, Apple почна да паѓа, доларот почна да паѓа. Се што представува американско почна да паѓа. Знаете што не паѓаше? Биткоин. Биткоин порасна 100% во тие 3 дена во кои што имавме апсолутен колапс во Америка. И единствена причина поради која што немавме целосен колапс повторно на банкарскиот сектор како 2007 година беше принтањето пари. Односно, кажаа вака, не се секирајте, имаме бесконечна количина на пари, што значи дека ако банката почне да колабира, ние ќе дадеме колку и да и требаат пари. Што значи, банкстерите не само во Америка, туку во целиот свет се заштитени како бели мечки. Никогаш нема да се дозволи банка да колабира, затоа што ако тоа се случи, голема имаме банка. автоматски, па види секогаш најчесто почнува Овие мали беа банки. така.
Помалечки, да речеме. Секогаш не беа почива нешто. мали банки. Да, ама последната која што колабираше беше четврта по големина во Америка. Community, како и да беше банк. И е моментално трета по големина во историјата на Америка банка која што пропаднаа во 2023 година. Идејата која е? Единствена причина поради која што не пропадна е затоа што Федералната резерва во оваа ситуација или Федот, Централната да. банка на Мурика испринта колку и да им треба пари. Отвори посебен тип на прозор со кој што им кажа, знаете што, слободно позајмете си колку и што ви треба пари, не е проблем. Ке мислиме после што ќе правиме со пари кои што се позајмени, се разбираме. Што значи дека од тој аспект криптовалутите се целосно спремни да го превземат светот доколку имаме колапс на традиционалните финансии, што е само прашање на време. А вториот дел, еве на пример ако пишете на Google, дали може да се банира биткоин? На Google, пишете на Google, еве не е да биде дека јас сум го кажал ова. Google ви дава една вакво објаснување. Дури вели и да се исклучи целиот интернет во светот, што е неопходно за да се спречи работата на криптовалутите. Значи дури и да се исклучи целиот интернет во светот, во моментот кога ќе го вклучите повторно интернетот, сите овие нодови се синхронизираат, ги поврзуваат сите овие леџери кои што ги имаат, затоа што тоа е копијата од истиот леџер и автоматски продолжуваат да работат како да не Може било да има ништо. пат, меѓутоа да го Втора снема, работа. не може. Втора работа. Веќе има купени сателити чија што единствена цел е да ја обезбедуваат мрежата на биткоин. Што значи и тоа како опција да се исклучи целиот интернет во светот веќе не е опција, затоа што ефективно Маск има овие вакви, сателити постојано ги апдейтираат сите овие нодови, што значи дека вие дури и да сакате не можете да го исклучите. Трета работа, сега почнаа да развиваат телефонска мрежа. Немате потреба да користите моментално интернет, можете да правите трансакции преку телефонска мрежа и како би рекол четврта и најбитна работа, сега овде ќе има многу од луѓето, а квантни компјутери, значи моментално биткоин мрежата на компјутери, овие нодови кои што ја заштитуваат, се најјаката мрежа во светот, во историјата на светот. Значи, оние процесори кои што ги поседуваат сите овие мајнери, безброј мајнери, кои што моментално работат на обезбедување на биткоин мрежата, се толку голема процесирачка моќ, што вели, потребни се околу 500 години моменталните, да речем со брзината со која што се развиваат квантните компјутери, да дојде блиску до потенцијално напад на, да речем, заштитата која што ја поседува биткоин како мрежа. Што значи не Пентагон, не Роскосмос, никој не поседува заштита како биткоин. Никој. И тоа глобална заштита. Со тоа што интересниот дел е во тоа што сега моментално веќе почнаа да градат заштита од квантни компјутери, сите овие, да речем, блокчени со цел и тоа да го елиминираат како потенцијална опасност. Што значи дека на крајот од денот вие немате ништо посигурно од блокчейн мрежата моментално за чување на собствениот капитал. А на пример некој да ти пробие лозинка пас. А па тоа е друго. Ама тогаш си ти крив. Тогаш си ти сам крив. Како да се заштитиме? Еве вака ќе ти кажам. Еве јас сум моментално влада во Македонија и јас знам дека Кирил има 2 милиарди во биткоин, така. И не ти треба банка. Ти треба само едно ливче хартија, дури ни ливче хартија не ти треба. Ако си способен да запамтиш 25 збора, ти го имаш клучот, се разбираме. Сега што е овдека проблемов? Јас можам да дојдам кај тебе дома, така, со цела армија. Можам се да уништам. Се додека ти не ми ги кажеш овие 25 збора, Поред тоа. јас не можам да го земам тоа што го поседуваш ти. Знаеш што е овдека проблемот? Што ако тебе не ти се во куќата 25 збора, ја можам се да направам ти да сакаш да се спасиш, не можеш да ми ги дадеш твоите. Не мислев на хакерски напади да ти пробие. Да, но тоа е повторно веќе твоја лична одговорност. Се разбираме. Како ти ги штитиш своите? Има можност да се Не, да се сега ќе ти кажам пробие зошто. лозинка. Значи, Како пробиваат на пример Facebook профили, Instagram? сега ќе ти кажам која е разликата. Блокчейн технологијата, посебно оние клучеви кои што се користат како Ledger, EliPub, Trezor и така натаму, значи постоја посебен тип на хардвер новчаници, кои што се како USB или како телефон, најразлични ги има, кои што ти даваат лозинка која што е офлайн. Се разбираме, што значи дека овие 25 збора ти ги покажува само на тој екран и толку. И ако не ги запишеш, и ти нема да го поседуваш клучот, се разбираме. Што значи дека ти откако ти ги запишеш овие 25 збора, ја можам да имам целосен пристап до твојот компјутер, ти никогаш овие 25 збора не си ги имал во компјутерот, се разбираме. Што значи дека ефективно без разлика колку имаат пристап до што и да поседуваш ти, се додека ти овие 25 збора не ги покажеш на некого или не ги напишеш некаде онлайн, се целосно безбедни. Затоа што ти си ги добил офлайн, се разбираме.
И последно прашање, сега Трамп најави нови тарифи за Европа, нели видовме кога се пуштија тарифиве за Канада, Мексико, имаше така еден 10% пад на биткоинот. Дали очекуваш повторно или веќе пазарот го абсорбира тоа? Вака сега, значи прва работа која што ја видовме, значи сега тоа е една многу битна работа. Кога гледате ваков тип на промени, значи треба да ги гледаме од аспект на што се обидел да постигне, така? Значи, знаете како, не ја гледате илузијата, значи не се фокусирате на Шолчево. Гледате во позадина слоновите што поминуваат. Се разбираме зошто го велам ова? Затоа што он тоа го направи очигледно од аспект прво на своите сојузници да ги присили да направат тоа што он сака да направат. Јас и понатаму верувам дека ова беше само демонстрација на сила. Зошто го велам ова? Да земеме што се случи со Канада, вели вака. Значи, јас моментално Канада ја сметам за ризик за безбедноста на Америка, заради тоа што поминува фентинел. Тоа е една страшна дрога, навистина многу зависна, катастрофална дрога, која што очигледно Кина ја користи за цел да ја ослаби Америка. Тоа е реалност. Не, сега вели поминуваат прекурсори кои што ја прават дрогата. Да биде реално. Значи не го прават за џабе тоа. Да сите не јасно, секој се обидува да добие превлаз во светот. Идејата која е? Моментално вели канадската граница е една од местата од каде што влегува. Знаете колку има влезено преку канадската граница? 200 кила. Што е капка во океанот. Што значи дека тоа не е причината, се разбираме. Да. И сега нормално он доби, значи нели на тој начин што Трудо вели нема проблем, ќе ставиме 10.000 војници, хеликоптери, се ќе ставиме, оти 200 кила се проблем. Најголемиот дел од фентинел секогаш знаеме дека влегува преку Мексико. Идејата не беше да го добие тоа. Јас според тоа што моментално го гледам е да ги принуди своите сојузници да го прават тоа што он го сака. Што значи, секоја следна ваква ситуација, јас би ја толкувал тој аспект. Односно, он веднаш по тоа ги укина тарифите, затоа што не заборавиме, падот не беше само на биткоин, падот не беше само на берзите на Канада и на Мексико. Падот беше исто и на Microsoft, исто и на Apple, исто и на S&P 500 и на Nasdaq, што значи дека он е свесен дека ова ќе го удри него. И сега, ако го земеме ова од, да речем, аспект на каматните стапки. Значи, Централната банка, односно Федералната резерва на Мурика, одлучи да ги покачува каматните стапки по кои што позајмува капитал на секојдневните комерцијални банки. Не, зборувам кога почна да ги покачува од 2023 година. Зошто го земам како пример? Ето така. Со цел да регулира инфлацијата. На почетокот кога почна да ја качува каматна стапка по 0,75%, тоа беше шок на пазарот. Ние видовме, значи почеток на bear market каде што цените на криптовалутите паѓаа по 30% на ден. Така. Зошто? Како што кажа и сам, се уште не е абсорбирано од пазарот. Односно, во моментот кога пазарот почнува да се навикнува на овие појави, едноставно падовите не се толку големи. Сега ќе ти кажам и зошто. Значи, многу од овие големи инвеститори моментално седат и гледаат што ќе се случи кога Трамп ќе стави прв пат валута, тарифа, така. Што значи дека они видоа дека он се попишмани, значи буквално во еден ден ги повлече, пазарот се регулираше и се врати назад каде што е. Ама го доби тоа што го бара. Точно, но тоа не интересира нас. Ние зборуваме за вредноста на капиталните добра, така. Сега тој ист инвеститор е свесен дека дури да го направи тоа на Кина, на Европа, на кој да го направил, он е свесен дека ова очигледно не го прави за да влезе во тарифна војна. Тарифна војна ќе ги осакати двете страни, да бидеме јасни. Еве ви прост пример. Значи, моментално Коско, тоа е еден од оние големи маркети во Мурика кои што постојат, вели 75% од продуктите во Коско се made in China. Така. Што правиме кога ќе престане да тоа? Мала тарифа 10%. Да, но еве, ама вели вака, сите оние кои што сакаат дедоларизација 100% тарифа. Ајде 100% тарифа да видиме. Проблемот се е, знаеш ли што е? Он ќе стави тарифа на цела Европска унија као пазар. А после тоа не сака да разговара со Европска унија као ентитет, туку сака со секоја земја посебно. Дали Само тоа е предвестник во растурање на Европска унија во растурање на економска целиот запад. смисла? Тоа е нешто што јас едва го чекам. Значи, за примеров за Коско, само сакам да го завршам. Што ќе правиш ти, кажи ми, во најголемата демократија, the world of dreams? Што ќе правиш кога полиција ќе изгледаат како во Куба? Како ќе им го објасниш тоа на секојдневните граѓани? Кога 75% од продуктите кои што навикнале да ги гледаат на рафтовите ги нема. И што правиме? Добре, дојдовте во Хавана, демократија е наша најголема во светот, а во однос на Западот,
вака сега. Значи, Западот е еден трулеш, нели, оние екс-колониалисти, кои што порано или полосна сите знаеме каде ќе завршат. Така, за жал, она златна милиарда која што се уште живее на грбот на сите нас останатите, нели, затоа ние миеме чини на нации кои што во Италија, моментално во биле, Германија, нели, да. наши поробувачи, така. Значи, да го завршиме тој дел, да не навлегуваме премногу, сите не е јасно, посебно оние кои што гледаат вашиот канал. Вака ќе кажам ја. За разлика од Гериатрија 7, нели, Гејропа и Мурика, другата страна се обединува за прв пат во светот. И ова што моментално го направија како грешка западните сили, мислејќи дека со санкции ќе уништат Русија, си направија самите себе си да се уништат со ова. Се разбираме? Дел за ова голема заслуга има блокчейн технологијата. Затоа што моментално се користи ефективна блокчейн технологија за да се заобиколат сите овие санкции од SWIFT. Но нема да навлегуваме премногу тоа. Што сакам да кажам? Замислете во момент кога 20.000 санкции не ја уништиле Русија, која што моментално сама успева да победи војна против сите членки на НАТО. Сама ги згази, како во добрите времења на Втора светска војна, и се надевам дека ќе продолжат, иако украинците се само жртвено јагна во целата оваа приказна. Што сакам да кажам? Наместо да добие, значи наместо да се соединат западните сили со цел да имаат барем шанса да победат во оваа нерамна војна во која што имате златна милиарда наспроти 8 милиарди на робови, така? Они што прават моментално? Се карат меѓу се. Супер. Одлично. Само напред. Само знаете како една жална работа која што целиот македонски народ треба да ја знае. За прв пат во историјата се наоѓаме на погрешната страна. Знаете како? Македонците треба да бидат само со македонци, ако мене ме прашувате, затоа што на крајот од денот од никого ништо позитивно не сме виделе. Но ако веќе треба да одбереме страна, македонскиот народ со овие, како да кажем, политиканти кои што не однесоа во кампот на колачите на НАТО, се наоѓа на погрешната страна прв пат во историјата. Значи, се посравме на гробовите на нашите партизани, на нашите борци за слобода, како во Турско, така во Втора светска војна, и отидовме на страната на фашистите на Швабистан. Не знам што да кажам за ова, јас сум крајно разочаран, само се надевам дека македонскиот народ ќе испадне од оваа We are НАТО сон кој што ни го прават моментално и ќе се освестиме и ќе се тргнеме конечно, затоа што ова што ни се случува, значи ќе не донесе во ситуација сами да се ставиме на страната која што ќе изгуби наскоро во светот. Епа, драги гледачи, јас ќе си дојдам тука до чист, мислам дека доволно дискутиравме и коментиравме околу сето ова ново што е за нас, за мене пред се нова и за вас се надевам, многу мал процент како што кажавте, и 26% од целиот свет само користат и моментално се, нели, како да кажеме, конзументи на криптовалутите и криптотехнологијата. Се надам дека и вие ќе станете еден ден, затоа што тоа е еднината. Така, Антонио, нема бегање, како што каже ти од ова. Парите секако нема да постојат. Јас ќе те прашав уште едно нешто, меѓутоа овој подкаст трае веќе доста долго, се надам не сме ви досадни. Кажи ми уште ова на кратко, дали луѓето треба парите ги чуваат у банка? Виж колку просто те прашувам. На кратко. Кратко кај нас не постои. Ама добро, еве ќе дадам Ајде три реченици. Искрено. Не само банка, било каков тип на институција во која што парите не се во ваши раце е проблем. Ја не велам дека вие треба сега 100.000 евра да чувате под кревет, да бидеме јасни. Да. Но на крајот од денот во оваа ситуација вие се ставате во подредена состојба ако нешто се случи со оваа институција, без разлика дали е банка, централна менувачица, што и да ги изгубите овие средства. Ја мислам добар пример беше Евростандард, така? Да, еве и прост пример. Евростандард банка, во која што вие добивате назад само одредена количина која што вас ви е загарантирана со закон дека државата ќе ви ја врати. Што значи 30.000 евра се тоа, мислам. Банкстерите не по точка разно се нешто што не треба да имате доверба. Дефинитивно, и пак ќе кажам, освен self-custody, значи во време на 21 век, каде што имате шанса да имате се во своји раце, а при тоа да не треба да закупувате ќупче во подрумот, значи мислам дека е несватливо да ги чувате и понатаму. Значи ти што предлагаш, да се вложува во криптовалути или во злато? Значи, јас лично не можам да предложам ништо затоа што на крајот од денот тоа може да биде доведено на суд. Но во спротивно само би рекол вака. Затоа што многу разговаравме, знаете, и сами излечете и сами состанок, излечете и сами, нели, заклучок за сето ова. Дополнително имаме 1500 видеа на нашиот канал кои што работат токму на оваа проблематика. Значи, што би рекол? Секогаш направете го сопственото домашно. Без разлика во што сакате да инвестирате. Дали е тоа акции, злато, крипто, без да го проучите овој сектор, да знаете во што влегувате.
никогаш не смеете да одвоите ниту денар. Затоа што на крајот од денот македонскиот народ многу добро знае што се случува кога дава пари на некои сомнителни инвестиции. Така да на крајот од денот тоа е најдобрата работа што може да ја препорачам. Домашно, секогаш направете си сопствено истражување и потоа одлучете што понатаму со вашите тешко заработени пари. Домашна задача за сите гледачи на Редкаст да си го изгледате уште 100 пати овој подкаст за да излечете полука, нели? Ја ќе го гледам сигурно. И некој крипто пуштете, донирајте. Одиме со необични прашања на брзинка. Рамбо 1 или Роки 2? Валтер го брани Сарајево. Добро, омилена чорба? Риблја. Малта или Големта? Малта. Руска водка или пекиншка патка? Секогаш руска водка. Бело море или Вардар? Вардар у крв. Гемиџија. Скромен фамилиарен живот или бесна кола купена од криптовалути? Секогаш скромен фамилиарен живот. Што си ти? Ова дека жена Досаден, му го досаден. Омилен велешки историски лик? Тешко прашање. Имаш многу, брат. Точно, затоа и велам. Ајде. Еве, Коста Солев Рацин. Мора. Поетот е Црвениот главен. поет. Омилена боја? Црвена секогаш. Не, ти се врза прашање. Девојка со кратка или со долга коса? Долга плава. Добро. Омилен морски специјалитет? Не јада морска храна, брат. А живееш на море? Не. Додека не се движи вака, не. Добро. Теретана или кафана? Теретана секогаш. Доналд Трамп или Емануел Макрон? Путин. Скинат чорап или дупнат джеб? Скинат чорап, навикнат сум. Да. Океј. Пред да ја одјавиме оваа прекрасна емисија, овој подкаст, се разбира за тебе, пријателе мој, нека оди во рацете на твојот син, Благодарам да пие многу. млеко Дефинитивно ќе ми од биде нашиот чест. спонзор, што веќе Води- не сака да биде анонимен. Поздрав, Марче, продолжи да ни штампаш Благодарам. вакви чаши од Дефинитивно Редкаст. ова ќе биде дел од нашето студио, а исто така, значи ова е од нашиот канал и од еден специјален уметник, пирограф и тоа е значи наш другар Давор од Велес. Значи ова е Што збориш? мал меморандум за нашата средба, каде што во позадина ги има двете логоа на мојот и на вашиот канал, а во исто време го има и Сатоши Накамото, тоа е практично анонимниот лик или како да кажам. Жив ли е тој или? Па реално ако е жив, Ција ќе знаеше до сега Ама сигурно. нема чипнато ништо. Затоа и нека продолжи да биде мртов. Прв пат некој Редкаст да ни даде поклон, секоја чест. Ете, се сети човекот. Ти си го ставиме. Но морам да кажам дека ова е дел од пирографи на Давор, секако. Тоа е, драги гледачи, се надам дека уживавте со Антонио Ѓоргиев, тако звани криптогемиџија, човекот одвои на вистина време да дојде и да направи една експертиза, што би се рекло во живо. Ти благодарам, господине Чисти, си прекрасен водител. Продолжи така да ме поддржуваш и да дојдеш уште еднаш у подкастов, кога ќе имаме некои вакви експерти за овие ваши ван свемирски муабети, од кои што разбрав само 2%, ама ќе учам, ви ветувам. Сега, пред да одјавам емисијата, сакам една песна која што на Чист оддавна ме моли, вика, дај бе од свирија таа од Трајче Манев, осамен. Вајде, знаеш, брат, ти не си осамен, ама Чист дека е осамен и мора да му ја одсвири еднашка. Само да не поменеме за крај. Ајде. Ова не е прв и последен подкаст, да се разбереме. Не. Значи, вашиот комесар за геополитика ќе биде овдека ќе- секогаш нормално ќе се- и може да очекувате дека и понатаму црвените вести ќе бидат во добри раце за оние кои што нормално не се про гериатрија седом и мурика. Да, само заборавив да го кажам цитатот од секој подкаст што го кажувам на крај. Идеме со Мартин Лутер Кинг кој вели вака: ако не можете да летате, тогаш трчајте. Ако не можете да трчате, тогаш одете. Ако не можете да одите, тогаш лазете. Но што и да правите, мора да продолжите да се движите напред. Аплауз за мен. Имамо ви. Тоа е тоа. А сега се одјавуваме со Трајче Манев и Осамен. Ја модифициравме малце Чист, така иде. Слушај се, реге верзија. Сам сум во ноктативка и сонувам со очи отворени. Го слушам твојот шепот мил певе. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти
Што ми ја украде душата ти, Антонио, што ми ја зароби младоста? Зашто ќе патам во животот, на кого ќе дадам се? Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста? Зашто ќе патам во животот, на кого ќе дадам? На вас ќе ви дадам се. Лека ви ног, Македонио, и се гледаме во наредниот подкаст. Браво, дечки.